Почитувани гледачи, добро вечер, ова е програмата на ТВ каналот ВИС и емисијата Отворено со градоначалникот, последен четврток од месец јуни, а вообичаено телевизијата ВИС во ваш интерес и отчетноста на локалната самоуправа на Струмица постојано ги реализира ова емисија Отворено со градоначалникот. Јас не знам по кој пат треба да кажам добро вечер кога станува збор за ваков тип на емисија. Градоначалниче, добро вечер и овој последен. Добро вечер, јас знам дека сме преку 80. Така. Вашиот колега Калајджиев пред неколку емисии рече јубилеј на 80, значи некој 84 сигурно. Овој пат најверојатно сме и досадни заради фудбалот, полуфиналите кои што се одржува, но сакаме навистина да останеме принципиелни до последниот четврток, кој што прерасна и во една традиционална обврска на општината. Така, тоа е еден вид отчетна емисија за се она што го сработи локалната самоуправа, но и се она што ги интересира граѓаните на општина Струмица поврзано со нивното секојдневно живење со локалната самоуправа или општината или услугите кои што ги нуди општината. Затоа вам, почитувани гледачи, една порака или еден апел до вас, доколку имате прашање на 3471111 можете да ги поставите вашите прашања. Вашите прашања исто така може да ја поставите и на прозорецот на каналvis.com, нашата официјална веб страна, и на Facebook страната на ТВ канал ВИС. За некои десетина минути од овие две електронски медиуми ќе ги повлечеме прашањата, а можете да постувате прашање на 3471111. Градоначалниче, денеска бевте, малте не дојдовте од Скопје, ако не се лажам, имавте една предавање или пренесување на искуствата околу форумите на заедниците. Локалната, односно општина Струмица, мислам дека реализираше едно 3 проекти од таа транша на швајцарската агенција. Што конкретно беше таму, ако може да ни Добро, прецизирате? денеска веќе после успешна пракса швајцарската агенција за развој и соработка, поддржана од швајцарската амбасада, нормално продолжува со практицирање на пилот проектите кои што беа спроведени во неколку општини и ги прошири на нови 24 општини. Општина Струмица е општина која што има најмногу реализирани вакви проекти од форумите на заедници. Јас ќе ги потсетам граѓаните, тоа се заедницата Покров, која што значише отварање на социјално-психолошки центар за апстиненција на наркозависници во Баница, летната сцена амфитеатар, и лани почна реализацијата на буџетскиот форум, каде што граѓаните ги дадоа приоритетите, вкупно 84 на број за ова година, кои што се во фаза на реализација или еден голем дел од нив се и реализирани. Бевме таму за да ги пренесеме позитивните искуства на општините кои што за прв пат ќе имплементираат вакви проекти, како општина која што има реализирано најмногу вакви проекти, има најубави позитивни искуства. Овој проект е еден вид инструмент на искажување на волјата на народот. Колку локалната самоуправа, односно општината, па и вие како прв човек на општина го слушате гласот на народот за да ги вкомпонирате нивните потреби и желби во реализацијата на одредени проекти? Општина Струмица, не само јас да зборувам, тоа е апсолвирано прашање во Македонија, потврдено по сите основи, и по први награди за транспарентност и по носењето на буџетите, по пат на партиципативно одлучување на граѓаните, форумските сесии. Ова емисија потврда за слушањето на гласот на народот во врска со она што значи потреби на граѓаните, а оврски на општината за нивно решавање. Навистина, самите форуми на заедници даваат силно значење на додецентрализацијата на власта. Знаете како што баравме општините од државата да се децентрализира власта до пониско локално ниво, преку форумите на заедниците, партиципативното буџетирање и секој вид на транспарентно работење, навистина ние нашите надлежности ги пренесуваме уште подолу кај граѓаните. Така да на неколку пати имам зборувано, сигурно и во емисиите на ТВ каналот ВИС, дека главна задача се повеќе останува на градоначалникот како да дојде до пари општината, да најде плюс приходи за општината, а врската што ќе се реализира само ги слушате граѓаните, навистина тоа на транспарентен, мериторен начин го организирате, за да навистина и оние граѓани кои што ги дават приоритетите се надпреваруваат пред сите, за да знаеме дека дефинитивно се тие и тие приоритети во градот или во населените места. Ваквото партиципативно буџетирање е нотирано од меѓународната заедница која што е во Македонија и е наш мониторинг како земја за децентрализацијата, транспарентноста во работењето, демократизацијата на општеството. Од и ваквиот начин
значи и демократизација дополнително, која навистина граѓаните се инволвирани во сите текови на општественото живење. Ние имаме многу чекори понапред од многу општини, знаете дека младите сами одлучуваат за своите средства што ќе прават, невладиниот сектор исто така. Сме општини кои што имаат спортски програми од највисок обем. Во делот на културата имаме огромни средства, иако сме многу малку надлежни, се со крајна цел да ги збогатиме и квалитативно појачаме сите општествени действија кои што значат квалитет на живење. Во таа насока колку излегувате во пресрети на барањето или на пак проблемите кои што ги пријавуваат граѓаните преку системот 48 часа, и едно прашање, градоначалниче, тука правите ли селекција како што во обвинуваат одредени политички партии дека по партиска линија некому ги вршите работите, а некому не? Значи, на систем 48 имате регистрирана пријава. И тоа може да дигне телефон секој граѓан, да пуштиме секој граѓан. И, не знам, има пријави да се сменат 17 светилки, например, во текот на една недела. Тие не прегоруват само пред членови на ВМРО или пред членови на СДСМ. Апсолутно тука нема никаква делба. Преку 500 пријави има за овие 7-8 месеци колку што функционира систем 48, 90% од овие пријави се решени, 7-8% од овие пријави не се наша надлежност, 2-3% се капитални инвестиции кои што се во фаза на распишување на тендери, оти велат сакаме да пријавиме да се стави втор слој на нашата улица. Значи треба да распишете тендер, да изберете изведувачи, тоа за 48 сата не се решава. Јас можам да кажам само она што значи оврска на градоначалникот да го менаџира целиот овој процес, го извршуваат или експедитори се сите служби во општинската институција. Знам дека сега преку ваквиот систем многу побрзо се интервенира во решавањето на одреден проблем или негово отклонување. Дали е прегорена сијалица, дали е ѓубриште на тротоарот isfрлено, дали е бесправна градба која што се гради за инспекторите, дали е одреден дел на водоводната мрежа, јавната чистоќа, хигиената или зелените површини, навистина самиот систем продуцира брзина на решавање на работите. Многу често може да видите служби поруче како работат во општината заради тоа што 48 часа штанцат работите. Секако можеме уште побрзо, уште подобро, има и одредени слабости во одредени делови. Јас ќе ги кажам, например, завчера се биле службите во село Рич за промена на светилките и сега веќе се на територијата на Габрово. Тоа диаметрално спротивно на територијата на Струмица и после 3 дена се јавуваат пак во Рич за светилка. Навистина не може службите цело време да трошат и толку гориво и да стигнат на секаде. Тогаш ги известуваме граѓаните дека наредната недела, во тој и тој ден, службите ќе бидат во Рич и светилката ќе биде заменета. Но за 48 часа добиваат одговор. Тука може да има одредено незадоволство само, но тоа е навистина и од рационални практични причини, се со цел да со поскромни средства брзо ги решаваме проблемите колку што тоа може. Билите штанцат сите служби на општината, но штанца и градоначалникот имајќи во привид дека се одлучи да комуницира и со граѓаните преку Facebook профилот. Имав можност да го гледам оној втор пат кога се поставува прашањата. Зошто се одлучивте на тој чекор? Кога веќе се декларирате дека сте транспарентна општина и дека постојано сте во контакт со граѓаните и имате остварувате среди со граѓаните? Никаде нема транспарентност 100% постигната. Секој пат треба да тежнееме колку што е можно поголема пристапност до граѓаните, поголема транспарентност, поголема отчетност и верувајте само така ќе се демократизираме и државата и општината. Значи нема ниту земја, да кажеме, понапредни земји, понапредни општини широм Западна Европа или Америка кои што рекле сега ние стигнавме, сме максимално транспарентни и толку. Сите наоѓаат нови начини како плюс да дадат отчет за тоа што го работат, да директно одговорат на граѓаните и тоа е апсолутно добро за општеството во кое што живееме. Сега е, не знам, веќе 2 пати одговорам на Facebook чатовите, директно на прашање на граѓаните, секаде за некој саат до 2, околу 100 прашања директно јас ги одговарам. И убаво е тоа што граѓаните многу добро знаат што е наша надлежност, што не е, кои ги поставуваат прашањата. Сум задоволен заради тоа што знам дека сум пласирал плюс информација со знание кој што на некој можеби му е неопходна, многу важна, а во некои случаеви зависи и правецот на решавање на проблемите во одредено семејство како ќе бидат решени ако имат и соодветна информација, се разбира. Добро, тука има и директна комуникација малтене со луѓе кои што се од спротивниот табор, кои што едноставно постојано ве критикуваат.
Имаме директни прашања, ако сте следеле сигурно ги гледате. Ретки се таквите прашања, не знам од 100 прашања дали има 2 или 3 прашања, но јас сум градоначалник дури и на тие кои што не се согласуваат со мене. Јас сум должен да одговорам честно, поштено, онака како што мислам во тој дел, заради тоа што прашањето е прашање, јас сум должен да понудам искрен и честен одговор. Така. Ја следите емисијата Отворено со градоначалникот 34711 и понатаму е отворен за сите ваши прашања. Овие денови можеме да забележиме, градоначалниче, на градежна офанзива по струмичките улици, мајки во предвид дека на секоја ќош се поставуваат тротоари. Како да динамиката? Не се само тротоарите, работиме многу различни проекти. Не знам, го осветливме и синоќа прв пат го пуштивме влезот од кај Дабиле во градот, е целосно осветлен, водоводната мрежа се менува во село Свидовица, работиме на каптажите на резервоарите во Банско, во моментот службите се на конечната премер пресметка на новиот резервоар во Раборци, замена на еден дел на цевката во Попчево, пуштивме 4 игралишта, нови спортски игралишта во употреба. Значи, имаме навистина градежна офанзива и тоа не е нешто ново, тоа е секоја година. Овој сушен летен период е убав за работа. Зошто? Заради тоа што во текот на денот кога е најжешко, за жал за работниците е многу тешко, за фирмите, но борејќи се за екзистенција работат, а граѓаните се помалку присутни на терен, токму на локациите каде што се работи. Доправа офанзивата ќе расте во Струмица. Ние имаме во постојниот буџет 330 проекти, мислам дека тие ќе се зголемат за во иднина. Сите тие проекти имаат еден куп огромни постапки пред почеток на реализација, имаат своја динамика, се со крајна цел заради надзорот за нивниот квалитет за изведување. Се прават тротоари на сите страници, имаме веќе асфалтирање на улици, се работат спортските објекти, се работат многу проекти во општина Струмица. Ободниот канал има, мислам, граѓаните прилика да видат како стои огромен проект, канал кој што е во фаза на изградба. Јас се надевам дека навистина таа динамика веќе нема пречки за застанување, се правеа неколку промени на проектот, неколку ревизии, се со крајна цел да имаме флексибилна и функционална изведеност, а при тоа да не загрозиме околни објекти. До крајот на годината сме должни да го изведеме овој канал. Јас се надевам дека и претесенските должови ќе биде завршен. Тоа е огромен проект. Патот Струмица Попчево е веќе пред последна фаза за асфалтирање, 37 милиони. Проект се тампонира патот Куклиш-Сачево или Жолта Тинја. Кипо фирмата е изведувач, подписник општина Струмица го финансира. Значи постојат многу проекти на сите страни и во селата и во градот. Градот е овде на купче, сите поминуваат и ги гледаме, но навистина и во сите населени места се реализираат еден по еден проекти. Во просек во селата имаме од 5 до 10 проекти за оваа година. Значи не се запоставени населените места од општината. Забележуваме дека и хортикултурно се уредуваат јавните зелени површини во Струмица, претпоставам дека и тоа е дел од годинашните програми. Тоа е исто активност на општината, надлежна е комуналет за реализација, сепак општината го плаќа, и езерцето, и новите патеки во градскиот парк, следуваат и нови канделабри, следуваат многу канти, многу клупи, нови и во населените места, и во централното подрачје. Горе имаме во Турското мало, некаде крај на есен, кога ќе завршиме со ободниот канал, паралелно со него ќе има фекална канализација, атмосферска канализација, исто така ќе има и нови тротоари, нови канти, нови клупи, за да го оплемениме целиот тој дел. Се завршени реконструкцијата на сите детски игралишта. Значи, на 2 до 3 години правиме целосно нивно обновување, заради тоа што се кршат, најверојатно од поголемите дечиња во градот, и секоја година, односно на 2 до 3 години во буџетот предвидуваме вакви средства за нивно обновување. Граѓаните ги знаат, посебно оние што имаат мали деца и што ги користат. Ова година ќе имплементираме некаде 7 нови детски игралишта, имаме 2-3 други игралишта, завршен е тендерот за јавната вага во Баница, овие денови ќе почне да се имплементира. Значи 330 проекти се и навистина се многу. Го спомнавме градското, односно езерцето во градскиот парк, навистина многу фама се дигна околу овој проект, што е навистина добро изгледа. Позитивна фама се најде. Да. Бидејќи навистина прекрасно изгледа. До каде се работите околу изградбата? Некаде меѓу 5 и 10 јули сакаме да го пуштиме. Езерцето е при крај, но сакаме да завршат и пешачките патеки во тој дел на градот помеѓу градскиот стадион и спортската сала. Наша конечна цел е да го поттикнеме народот да го максимализира просторот во паркот. Досега, ако сте приметиле, ако шетате по градскиот парк, ќе забележите дека подсвесно се движите на делот околу летната бавча само. Так. Тука шетате и најмногу до таму каде што беше ова детското катче, односно детскиот град. Така.
Сега сакаме народот да шета и по другиот. Тоа е исто така огромен простор. Причина беа досега не асфалтираните патеки, сега се асфалтираат тие патеки. Самото езерце само по себе привлекува огромно внимание. Ние ќе имаме официјално пуштање, каде што ќе ги кажеме сите финансиски аспекти на целата оваа реконструкција кој што влегува внатре, ќе ги ставиме сите оние детали кои што се опфатени во тој дел. Јас само ќе кажем дека навистина сум задоволен од стручните служби од градско зеленило кои што со својата креативност создаваат веќе на повидок едно прекрасно дело кое што ќе краси еден многу значаен сегмент од нашето општествено живење, со кое што Струмица многу одамна, уште пред мене се гордееле, тоа градскиот парк во Струмица. Наша должност е да го збогатуваме и оплеменуваме градскиот парк. Тука е вратено турчето, овие денови скршено и така натаму. Имајќи во предвид менталитетот на струмичани, знаеме често пати да се однесуваме лошо кон урбаната опрема. Дали сега со езерцето во градскиот парк ќе се подигне степенот на заштита или контрола од страна на јавното претпријатие Комуналец, бидејќи станува збор за еден навистина проект кој што ќе бара и соодветна контрола или заштита? Еве вака, значи, размислувавме со директорот на Комуналец заради овие причини. Лично јас некни се замерив со родители на деца кои што фрлаа камења, бев да го видам езерцето со моите деца и видов како. Но не само деца, и поголеми деца може да се случи. Најверојатно, значи со директорот на Комуналец разговаравме, имаме едно лице кое што има пред месец-два срцев удар и тоа мора да го промени работното место. Најверојатно од постојното работно место ќе биде дислоцирано, паркот е секој пат под сенки, се надеваме дека тој простор ќе биде соодветен, а истовремено ќе ја чува целокупната урбана опрема, вклучувајќи го езерцето како урбано катче во градскиот парк, за да може да биде максимално заштитено. Но заштитници сме сите ние, граѓаните. Јас навистина апелирам сето она што е направено, дали се нови коцки за тротоар, нова улица, не знам, нови шахти за канализација, клуб, канти, езерцето, спортските терени, да се ги чувам. Колку повеќе ги чуваме, толку повеќе општината не мора да троши пари за нивно обновување, а тоа ќе значи ако не трошиме пари, ќе има нови убави качења, нови убави проекти. Животот е многу едноставен, наша цел е да го разубавиме, да го поедноставиме и да го направиме амбиентот на живење поубав. Тоа е нашата надлежност како општина. Апелирам навистина кон сите граѓани да го чуваат. Ниту Заев, ниту другите политички партии ќе го носат нешто дома. Езерцето е тука на повидок на сите, го правиме сите заедно, тоа се пари на сите граѓани, нема овде политички партии и убаво е да навистина им го продолжиме векот на траење. Така. Спомнавте многу проекти кои што во моментов се реализираат, градоначалниче, 330 проекти спомнавте за ова 2012 година, но можно и да се зголемат, барем од тоа што ве слушнав. Ќе успеете ли да се дистанцирате сега како градоначалник кој што ги извршува сите оние програми и како кандидат за градоначалник сите овие проекти? Бидејќи може да се сватат, Заев ја почна предвремено изборната кампања. Излишно ако јас зборувам за таа работа, таа оценка ја прават граѓаните. Јас можам да го кажам моето мислење и ќе го потврдам со аргументи. Граѓаните знаат лани што се работеше, полани што се работеше и годините наназад. Јас сум 7 години и 3 месеци градоначалник. Буквално динамиката не е застаната. Било криза, било просперитет во општеството. Што и да случувало, општина Струмица навистина секоја година има огромен број проекти. Еве сега имаме 330, но 2010 имавме 440 проекти. Тогаш па немаше никакви избори. 2011 имаше парламентарни избори, но никој пат не биле проектите сами по себе реализирани. Не знам, плоштадот го направив, општината го направи, јас ја водам, одма во првата година од мојот мандат 2009, 2010, 11 декември го пуштавме подземниот дел и апсолутно тоа не се прави заради тоа што јас бев кандидат тогаш за градоначалник. Таа оценка знаат граѓаните, Струмица е апсолутно потврдена во својата реализација како општинска администрација, како локална самоуправа, не само дома во Струмица, туку и во цела Македонија. Меѓународната заедница тоа го има потврдено и апсолутно вашето прашање 330 проекти ќе се зголемат. Да, можам слободно да кажам, заради тоа што најверојатно вие имате добиено материјали и советниците утре ќе ги добијат. Ние сме единствена јавна институција која што работи буџет во оваа година на огромна криза, која што има ребаланс позитивен. Го зголемуваме буџетот без малку за 9%. И тоа се апсолутно проекти, најголем дел социјални намени.
Што значи тоа? Ја внесуваме втората транша од бришењето на долгот на граѓаните за комуналните услуги. Кризата е огромна и навистина сакаме да продолжиме да помагаме на граѓаните. Тоа се некои 17,5 милиони денари. Овде имаме дополнителни средства за спортот, криза е, нема помош, сакаме да помогнеме на спортот. Имаме во образованието дислокација на одредени средства, а исто така имаме и некои капитални проекти кои што ќе влезат. Ќе следите сигурно на јавната седница, на 6 јуни ќе биде, но она што морам да го кажем, значи и државата, и сите други 83 општини во Република Македонија или не прават ребаланс или прават негативен ребаланс, кратат одредени ставки. Ние ги зголемуваме. Тоа зголемување од 8% во општината, еве вака во моментот, значи некои 43 милиони денари плюс зголемување, кој што е понудено на Советот, а ќе разговараме со советниците за како конечно ќе го заокружиме овој ребаланс на кои буџет. се проекти и работи ќе се трошат? Од тали причина, градоначалниче, намерно го поставив ова прашање, бидејќи се објави вашата кандидатура, често пати е поставено тоа прашање, ве дистанцираат од државата, еве се уште не добивате вие, односно локалната самоуправа, изјаснување за општинските обврзници. Секундарната мрежа мислам дека е распишан тендерот. Второ, имате проблем со касарната, едноставно од тали причина мислите дека ве дистанцира, бидејќи и предвремено е објавена вашата кандидатура. Јас кога беше тогаш ве прашав дали тоа не може да биде да донеси негативности. Ева вака, тоа не е ништо ново. Знаете, 7 години сум градоначалник, 6 години и 2-3 месеци е ВМРО ДПМН во централната власт и апсолутно целото мое раководење со општина Струмица ја води една ваква слика која што ја представува. Касарната требаше да биде доделена 2010 година. Ние бевме прва општина што го донесовме генералниот урбанистички план, деталниот план на касарната и требаше да биде предадена. Од вкупно 10 општини на 9 се предадени касарните, само на Струмица не е предадено. Што да кажем повеќе? Значи 10 општини, тоа е проект согласно НАТО, касарните близу до границата треба да се дислоцираат кон внатрешност. И заради тоа Струмица е една од тие 10 општини. Во 9 општини се предадени објектите, во градот Струмица и општина Струмица не се предадени објектите. Напротив, државата ги продава како комерцијални објекти, објекти кои што се по намена за јавни институции. Оти во моментот кога донесе одлука и Струмица да биде во тие општини, условија дека мора да бидат само за јавни намени. Да не тоа заев си прави екскурзија на мозокот, па од туѓове или слично, да бидат само јавни институции за комунални предпријатија, противпожарна служба, старечки дом, невладен сектор, деца со посебни потреби и не ги дава. За гасот цело време зборува. Добре, гасот ќе го ставиме сега. Во меѓувреме се променија ли работите, кои испоконтактиравте ли со Министерството за одбрана, до кај се работите? Бидејќи навистина е симптоматично да се издаваат објекти кои што во урбанистичката документација на општина Струмица се наменети за јавна намена, а се продаваат односно на огласот како комерцијална намена. Ова година министерот го има барано, ако кажем 15 пати е малку. Значи, никако не може да го добиете. Во првите месеци од годината беше, градоначалниче, верувај, се работи само за моето време. Да го најдам, да дојдам во Струмица и да ги предадам клучевите и да ве воведам во владение. Жално е, 17 војничиња имаме уште тука кои што се стражари, чувари. Тие се наша војска, платена војска е тоа. Не треба да бидат тука. Тие објекти треба да бидат предадени за намената за која што се проектирани во генералниот план на градот Струмица и во деталниот план на касарната. Значи, правиме напори, немаме контакти. Се обидуваме со министерот Ставровски за врзни, немаме контакти. Не креваат слушалка, не се јавуваат, а се имаат јавувано порано. Апсолутно, но не очекувам ништо. Значи, знаете, се изморив зборувајќи веќе овие години за овие работи. Ја тераме работата сами, граѓаните може денес како следеја парламентот, може да слушнат, се носи нов закон за експропријација. Каде што, како секогаш што било, не знам, регионалните магистралните патишта се под државата и таа експроприира и решава, ги асфалтира. Локалните патишта се под општините. Канализација и водоводи се под општините. Тротоарите се под општините. Сега секундарната мрежа за газ се под државата. Значи, ние изградивме мрежа секундарна во Струмица за сите јавни институции, и државни и општински, и за сите фабрики, и најавивме дека почнуваме со пуштање на цевка кон домаќинствата. Денеска во прво читање на законот гледаме во парламентот дека изградбата на секундарната мрежа во иднина ќе биде под државата. Значи, ќе треба да чекам благослов од Груевски за да пуштам цевка до куќите. Значи, жално е.
Денеска пратениците од Струмица од Социјалдемократскиот сојуз излегоа и најавија дека Струмица моли. Моли, не го правете тоа. Жално е. Значи, ние имаме тендер распишено за секундарната мрежа. На овој совет ќе донесеме сега што следуваат одлуки за цената на приклучок. И ние буквално на 6 петок, на 9 и 10 ќе објавиме јавен повик за граѓаните да поднесат барање за приклучок, за домакинствата. И ако ваквиот закон се донесе, како што зборуваше претеничката Цветанка Иванова, јас реков, јави се за дискусија и кажи Струмица моли, не го правете тоа. И овој пат молиме. Ако во втората фаза ова остане како решение, ќе покажеме некој вид на граѓанска непослушност, не е фер. Ова да се прави. Значи, наместо да помогнат, мачат, мислат како тоа да застане. Јас ќе му најдам крајот, но ќе не чини повеќе пари. Не може да застане гасификацијата во Струмица, ќе протече гасот. Но не е фер да се прави тоа према Струмица, Отизаев е милив, хотелијата што ја држи е берберска, милива е, ова што го прават против Струмица. Така, според она што ве слушам, градоначалниче, отворено најавувате дека ова есен можно е гасот да потече и до домакинствата. Велите на следната седница ќе се објави и цената на приклучокот за домакинство. Освен општинските, односно јавните институции, поред она што го слушам, и до домакинствата. Ване, еве, јас сум бил секој пат до крај, без предрасуди. Не само општинските институции веќе се приклучени на газ. Чекаме да се монтира декомпресорската станица за да го протече гасот. Ние ќе го пуштиме пред грејна сезона за да знаеме дали ќе функционира. Давам подршка, веќе се одржа состанок на барање на новата директорка на општа болница, за да ги разгледа сите можници да ја приклучи болницата. Јас тврдам 50% ќе штедат пари. За болницата тоа се сигурно огромни пари. Голем комплекс е, навистина, и давам подршка, ќе направиме секако општина за да помогнеме, иако не е институција под државата. Значи тоа е отворено за сите, и за државните, и за општинските институции, но најмногу е навистина за граѓаните и за стопанството. Гасот ќе протече и во фабриките, и во јавните институции, државни или општински, но некаде од јули веќе барање ќе поднесуваат граѓаните кои што сакат да бидат приклучени. Ние пред грејна сезона сакаме да ги приклучиме оние кои што се спремни да се приклучат. Не очекуваме кој зна колкави бројки на таа работа, заради тоа што навистина е трошок самиот приклучок и имаме преадаптација внатрешна во секоја куќа. Но очекуваме поимотните луѓе веќе да го направат првиот чекор и да ги охрабрат и останатите. Цените веќе се прават како пресметки, ќе бидат дадени на советот после усвојувањето на советот. Завршат тендерите се распишени пред некои 15-20 дена за секундарна мрежа до домакинствата. И ние имаме некои, не знам колку, 40 милиони денари само за оваа работа. Дополнително имаме за опрема, за нови резервоари, како што имаме обезбедено за јавните институции и за фабриките, се обезбедуваме и за домакинствата. Од грејна сезона мора да бидат обезбедени со залихи на газ од целата ова работа, но се надевам дека нема да биде застанат овој процес од државата, впрочем нема да дозволам да биде, но жално е што гледам дека се мачат колегите од власта, од ВМРО ДПМН, како да застане гасификацијата во Струмица. Токму власта изминатиот месец, но и претходно наназад ве обвинуваше за, односно ве критикуваше дека ги режирате јавните набавки во интерес на поединци на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Реагиравте, вие како кабинет постојано реагиравте на ваквите пресконференции. Кој би бил вашиот коментар? Еве, директно со дека излегувавте преку писмени соопштенија. Така, 4-5 фирми се ставени во уста на портпаролите на ВМРО ДПМН дека се блиски фирми до Заев и работат. Јас се излегов на пресконференција и дадов директно покрај мојот кабинет кој што дава извештај директно од службите. Општина Струмица во последните 20 месеци соработува, односно склучила договори со 419, мислам беа, значи преку 400 правни субјекти. Преку 170 се собственост на газди, активни членови и членови на органи на управување на ВМРО ДПМН, на извршни одбори. Значи преку 170 или нивните директори се активни членови на ВМРО ДПМН. Знаете, ја само реков вака, како тоа општината троши зејтин, значи градинките, комуналеците што имат кујни, од струмичкиот зејтин. Па тоа е струмички зејтин, без разлика што е од фабриката на пратеникот од ВМРО ДПМН. И апсолутно ние набавуваме, не знам, огромни милиони денари се пуштени, само ќе ги кажем јавните институции, јас не се мејам да ги наведам, не би бил чесен,
Ако ги наведам фирмите, само ќе ги кажам нека пуштат тоа трибините на Никола Груевски која е во Струмица, ќе ги видат во првите редови кои се таму, ќе ги видат кои од газите се таму во Струмица и тие се едни од фирмите кои што земат најголеми тендери во општина Струмица. Но тие се најконкурентни. Тендерот кога се отвара е јавна аукција. Завршува со најевтината цена. Значи, ако вие дадете 2 милиона, јас дадам 2 милиона и 200, одиме со почетна цена на аукцијата од 2 милиона. И почнуваме. 1.900.000, 1.800.000, 1.700.000. Ако нема повеќе 1.700.000 кој даде, тој се бира. Јавни се аукциите. И навистина од 400, преку 400 фирми, 100 се проваморовски фирми. Може 170 се проваморовски, може и толку се проездесовски. Има сигурно огромна бројка исто така кои што се неопределени луѓето. Но тие се фирми кои што учествуваат на тендерите во Струмица. На крајот, ја само ќе кажем вака, имаме во последните 3 години 2 жалби до второстепена владина комисија. И жалбите се завршени во полза на општина Струмица. И на крајот, сите органи на прогонот и контрола се под ВМРО ДПМН. Дали е тоа МВР, Државна ревизија, антикорупцијска комисија, дали се истражните органи, судските органи, не знам кои се обвинителства, сите се под нив. Нема да му просте на Заев, ако има нешто грешка, несогласно законот, нечесно или слично. Од парите правиме повеќе пари. Значи, штедиме на се, за да имаме проект повеќе. И апсолутно, само ќе подсетам, јас не сум цел век градоначалник на Струмица, јас сум 7 години. Таа е истата Струмица која што беше и пред 7 години. Сега се реализираат по 300, по 400 проекти годишно, а имало 14 проекти годишно. И апсолутно тоа е доказ на законитото, исправното и транспарентното работење во општина Струмица. Така. Општина Струмица е една меѓу првите кои што успеа да го стопанисува со градежното неизградено земјиште. Знам дека веќе реализиравте лицитација, но колку од сегашна гледна точка и дали едно прашање поради тоа и правите ребаланс, бидејќи веќе почнавте да стопанисувате со градежното земјиште кој што носи дополнителен прилив на средства. Една од причините, да, значи најголеми приходи на општината се приходите од земјиште и приходите од комунали. Тоа не е само во Струмица, така, тоа е во сите општини, така. Струмица има огромни ресурси на земјиште, секој пат се трудиме тоа рационално да биде искористено, односно, не знам, оваа година ги пуштивме во продажба градскиот базен и уште една спортска локација, зошто? Заради тоа што имаме капитални инвестиции во паркот. Сакаме да добиеме убав спортски центар. Бујрум кој е спремен нека купува локации. Од касарната се продадоа локации нови, а се надеваме дека ќе се реализираат локациите во Банско за Аквалент спа центар, сум зборувал за овие работи. Целото тоа продуцира успешно менеджирање со новата надлежност. Новото успесите во менеджирањето на новата надлежност се извинувам. Да, повелете. Значи, успешното менеджирање на градежното земјиште и успешното менеджирање на целокупната општина апсолутно е целосен бенефит за граѓаните. Тоа значат нови проекти, нови решенија на проблеми, нова разубавена Струмица и населените места и токму ребалансот на буџетот ќе значи нови проекти, зголемување на нови проекти. Некои граѓани кои што воопшто не се надевале дека некој проблем ќе дојде на ред за решавање, еве се ќе со ребалансот на буџетот ќе биде решен. Така, на последната седница градоначалниче расправавте за многу урбанистички планови, но меѓу другото и за еден фестивал кој што го сврте вниманието и стана топ тема по медиумите, Струмица Опен фестивал. Докаде се подготовките? Ако можем да ве цитирам, разговараме за она трета личност кој што треба да го затвори фестивалот. Така е. Значи, ние настапивме транспарентно пред Општинскиот совет. Советот минатата седница донесе одлука, го усвои проектот предложен од Културно-забавен живот, го води претседателот на Младинскиот совет во Струмица, но тоа е негов професионален ангажман. Се работи за проект каде што општината партиципира со 2,5 милиони денари или 40.000 евра, а проектот е преку 80.000 евра. И отворено е согласно програмата за понуди, ја добивме оваа понуда, советот ја прифати на задоволство на сите и сега веќе имат конечен пас за да ја финализираат организацијата на Струмица Опен фестивал. На барање најмногу на угостителите, но и на младите луѓе и генерално целиот град и целиот регион можеби очекуваше Струмица летниот дел да го збогати. Значи ние имаме
културни манифестации, Карневалот, Ристо Шишков, Астерфестот ние тука, но во јуни, јули, август имавме еден пасивен период со културни збиднувања, а слушаме Прилеп прави пивофест, не знам, Охридско лето се прави, во Скопје има скопски фестивали и слично, и заради тоа донесовме одлука уште во декември кога носевме буџетот да направиме Струмица Опен фестивал и го отворивме карт бланш, нека дават предлози, сугестии кај нас. Пред советниците излеговме со конкретен буџет за сите приходи и сите расходи, каде што може да се види дека, не знам, јас ќе ги кажем, имаме некои 8-9 македонски групи. Так. Имаме театарски представи, имаме поетски вечери, имаме уметничката колонија проектирана се уште со директорот за националната установа Антон Панов, не е додефинирана ова работа, но имаме и големи звучни имиња од балканската естрада. Едно е јасно, првата вечер завршуваме со Прлево казалиште, втората вечер со Хари Жиновиќ и третата вечер сега се дефинира кој ќе биде конечниот пејач. Значи, се работи за културна манифестација Струмица Опен фестивал, кој што ќе се одржи 16, 17 и 18 август. Тоа е четврток, петок и сабота. Луѓето прилично се враќаат од годишните одмори, оние што одат во ова кризно време. Так. Студентите се тука, школото не е почнато и мислиме дека ќе дадеме убав квалитет на живење во Струмица, а при тоа ќе помогнеме на угостителските објекти, хотелите, дуќаните, многу значаен дел од стопанството ќе заживее. Кога ќе дојдат луѓе, очекуваме бројка преку 200.000. Посебно третата личност која што очекуваме се трага по неколку имиња. Тука се Северина, Цеца Ражњатовиќ и Здравко Чолич за разговори согласно нивните ангажмани и можности. На крајот тоа зависи сигурно и од парите кои што ги барат за овој ангажман, ќе дефинираме Струмица Опен фестивал. И само за крај, градоначалниче, за и околу спортот, рековме дека општината да става акцент на изградба на спортски терени и објекти кога се мислише на спортските игралишта, но кои се активностите за развој, популаризација и афирмација на спортот? Знам дека под ваша палка, ако можам така да кажем, ќе се обединува кошарката во Струмица. Има ли вистина во тоа или не под моја палка? Јас сум поддржувач на убавите работи секогаш. Па поддржуваш, ете така. Медијатор. Тоа ми е задачата. Јас сум градоначалникот го вика татко на градот и тој треба да ги финансиски алиментира, подкрепи и не знам, да им даде благослов на убавите работи, да ги поддржи некогаш ако нема пари, со убав збор и слично. Тоа е навистина иницијатива на спортистите, посебно на кошаркарите. Се работи за фузирање на неколку клубови во Струмица, значи Милениум, АБА, овде се Горани баскет, МКК Струмица, заедно создадоа кошаркарски клуб Струмица. Сакат да имаме достоинствен праволигаш, кој што ќе биде покачување на адреналинот на струмичани, навивајќи за овој праволигаш. Целта е ставена да бидеме во првите 6, значи да имаме полни сали, луѓето да одат да гледат кошарка и при тоа согласно кризата која што е обстојува, а бараат од општината, имаат вакви амбиции, убави амбиции, дојдоа во општината да побарат и поддршка, а секако и мое мислење за една ваква работа. Јас го поздравувам тоа што го прават. Тие беа поделени, сега се случува најголемата придобивка. Сите младинци, млади категории, пионери, кадети и другите младински категории се заедно фузирани. Сите спортски работници, тренери се внатре. Новина е тоа што младите сега се дел од прволигаш, кон кој што ќе тежнаат да бидат внатре, имаат оглична можност за нивна афирмација, идна, сепак се работи за млади категории на луѓе, трошоците ги рационализираме како еден клуб, а ќе добиеме одлична афирмација. Нешто што можеби на Македонија треба во моментот сплотување. Се сплотија луѓето во тешко време, заради кризата, но заради убава намера, да добиеме кошаркарски клуб достоинствен за Струмица, кој што ќе се бори помеѓу првите 6. Струмица е домакин. Затоа и Струмица ќе ги поддржи со ребалансот на буџетот. Јас дадов предлог да дадеме значителна поддршка на ваквиот момент. Вреди кога они самите решиле да се здружат и нивната општина секако да ги поддржи. Како течат подготовките, имајќи во предвид дека за непол месец повторно Струмица ќе биде домакин на многу кошаркарски репрезентативци, односно репрезентативки, простете, Б дивизија европско првенство овде во Струмица. Тоа не е малку подоцна сега не одбојката на песок. Да, но да поврзиме сега кога зборуваме за кошарката за да потоа да биде. Значи веќе втора година искуството го имаме, слабостите кои што ги воочивме од лани се
се надевам ќе бидат целосно остранети од страна на службите на општината кои се вклучени во организацијата внатре заедно со Кошаркарската федерација на Македонија. Тоа е огромна чест. Прво зошто сме пак изберени, значи сме оставиле добар впечаток. Тоа е добро, не само заради организацијата и како град убавината која што нудиме и најважно гостопримството на Струмичани кое што имаме. Сега ќе видат кадетките, значи тоа ќе се случува крајот на август после Струмица Open Festival. А средината на јули, односно од 11 до 13 јули имаме Балкан. Од 13 до 15, ако не се лажам. 13 до 15. Така некако доаѓа. Тоа е значи не овој викенд, за 2 викенда после тоа. Ќе имаме Балканско првенство во одбојка на песок, ќе биде монтирано неколку игралишта на самиот градски плоштад. Организацијата е одлична, најдовме фирми кои што ќе ни спонзорираат песоктот и после таа пак ќе си ја вратат, ја користат, но самиот транспорт, 450 кубика песок е, поставувањето на рефлекторите, столчињата околу организација, трибините, поставување, целата ова работа е наша обврска, дополнително плаќаме 600.000 денари за сите гости и нивно организирање, сместување, транспорт, превоз, сето она што треба да се покажеме како добри домаќини. Јас знам дека ќе го збогатиме. И спортскиот живот и квалитетот на живење, посебно локацијата ни е повеќе од атрактивна, тоа е градскиот плоштад, сите се тука, ќе видат одбојка на песок и оние кои што не ги интересира одбојката, да кажем, ама ќе биде убава занимација, не било каква квалитетна. Балканско првенство, да. Импресиите ќе ги споделуваме следниот, односно последниот четврток од месец јули. Почитувани градоначалници, предлагам да направиме една овде пауза. Почитувани гледачи, по неколку минути повторно се враќаме во студиото на ТВ каналот ВИС со вашите прашања поставувани до ова емисија. Се враќаме во студиото на ТВ каналот ВИС со емисијата Отворено со градоначалникот, иако во термин кога се игра вториот полуфинален надпревар од Европскиот фудбалски шампионат каде Италија води против Германија, градоначалниче на кого типов? Како да сте за Италија вие? На кого типов? Да. На вистина не го следам првенството целосно европско. Но тоа на што можев да го дзирнам и јас во меѓувреме, на кого типувате? Немате време. Добро, ова е емисијата Отворено со градоначалникот, многу прашања и покрај тоа што се она втора најважна споредна работа, фудбалот, имаме многу прашања, но има прашања градоначалници од претходната емисија, ако може да одговориме на оние прашања кои што чекаат одговор нашите гледачи. Ева, ќе се трудам да бидам краток, заради тоа што днес граѓаните знаат. Првото прашање беше за улица Прохор Пчински или тука Невена Стојкова, позади градежната фирма Бетон, за еколошки причини, значи такси возила се паркираат, го користат како јавно ВЦ превозниците од Велюса, од село Баница, од каде се шири непријатна миризба. Инспекциите беа на терен и еве го одговорот. Просторот кој се наведува дека се користи за јавен паркинг на такси возилата целосно представува приватен имот, од каде произлегува дека Доделението за инспекциски работи при општина Струмица нема надлежност во разрешување на предметното прашање како од областа на користење на просторот за паркирање, така и за можно загадување за истото. А од причина што позитивните законски одредби од двете области кои општината ги спроведува се однесуваат на јавните простори. За овој дел од градот општината има изготвено детален урбанистички план кој со својата реализација во целост ги разрешува сите постојни урбани прашања, но засега неумерените барања од сопствениците на имоти или пак недостатокот на вистински инвеститори се пречка за реализација на истиот. Самиот факт што со приватен имот кој не е обезбеден и уреден, а се користи од трети лица за обавување дејност паркирање на такси возила, отвара прашање зошто тој простор се изнајмува, а Управата за јавни приходи на Министерството за финансии истата дејност не ја регистрира и оданочува. Со отстранување на незаконското паркирање во приватни имоти, секако ќе исчезнат и сите дополнителни појави, како што е загадувањето на истите и ширење на миризбата. Второто прашање беше, една куќа има недоправена, една улица има недоправена од куќен број 17 до број 20, некаде околу 92 метри, позади Шабан. Тоа е во Дабиле. Дали е влезена во програмата? Влезена е таа улица во програмата, значи ова година ќе се заврши. Дали планирате мерки за чешмата помеѓу Банско и Габрово, бидејќи е полна со ѓубре? Чешмата е целосно исчистена, благодарение на вашето поставено прашање. Службите од Комуналец, работната единица од Муртино, целосно го уредува овој простор и ви благодарам на убавата сугестија. Имаше едно прашање, зошто не работи градската чешма на Братство единство како и некои други?
Сите јавни чешми веќе се пуштени во работа и функционираат, меѓу нив и јавните чешми на улица Братство и единство пред градинката. Што се однесува до поставување на јавна чешма кај Глобал, имавме и вакви сугестии близу семафорите, можеме да одговориме дека јавната чешма на тој дел од градот има од другата страна на семафорите пред Отекс, но во моментот не работи бидејќи е вандалски скршена горната површина или коритото. Во тек е набавка на нова јавна чешма за да се изврши целосна замена на старата која е веќе неупотреблива. Директорот на Комуналец. Другото прашање, да не го читам целото, се работи за две работи во градските гробишта. Значи, едниот дел е дека во районот 3 блок 7 алеја 4, односно тоа е крајот на гробиштата до Баница, каде има насип и во дожливо време земјата се свлекува и пропаѓа. И вториот дел е присутен голем број на граѓани од село Баница и други граѓани кои што просат низ самите гробишта. Значи, за подпорниот зид, одговорот од Комуналец, во районот 3 блок 7, каде што постои слекување на земјиштето, од ЈПКД Комуналец информираат дека веќе имаат изготвено премер за каскадно решавање на проблемот, со кој ќе се овозможи стабилност на насипот, а истовремено и хортикултурно ќе се облагороди целиот простор заради ненанесување и на идни клизишта. А за она што се однесува за постојаната присутност на граѓаните од населено место Баница и други, била во моментот и ќе биде наше секојдневие, дури и во моментот кога ни е најтешко, се дотегаш кога едноставно сиромаштијата нема да го гази човечкото достоинство. Впрочем, за овој проблем недостасува соработка со повеќе државни институции, чии поле на работа се токму овие социјални проблеми и човечки судбини. Сепак Комуналец од секогаш вложувал напори за надминување на појавата, со тоа што во деновите на зголемено присуство на граѓаните мртвен или недела, обезбедува присуство на лица кои ќе овозможат мир и спокојство на граѓаните кои ги посетуваат вечните домови од своите блиски. Значи, ќе имаме и дополнителни активности, се со цел да ставиме ред и намалено присуство на ваквите граѓани. Така, ова беа прашања од минатата емисија кои што заслужија одговор, а започнуваме со прашањето за оваа емисија. Ќе започнам со навистина цел предмет кој што е доставен до нашата редакција и навистина во интерес понатаму на оваа емисија и на останатите гледачи кои што сакаат да постават прашања да бидат по конкретни и попрецизни во собствените прашања. Имено ова е прашање или предмет цел доставен до нас е уште еден примерок од заедницата на собственици на станови од зградите број 10, 12 и 14 од Струмица. Станува збор за бесправно изграден кров на булеварот Маршал Тито на една од овие згради, за узурпација на просторот на булеварот кој служи за движење на граѓаните. Градоначалничи, навистина јас се извинувам на станарите од овие згради, но немаме време да ги читаме целосно овие прашања кои што се доставени. Јас предлагам, ако се согласувате, да ги дадете. Ќе добиете писмен одговор од општината. Навистина ова целото ако го читаме, отиде емисијата и ќе не најде рано утро од наредниот ден. Зимам обврска да ви одговорам писмено, но овде вика заедница на собственици на станови, зграда број 10, 12 и 14 и ова исто, слично писмо. Претпоставам да истото е. И бутик Дани се спомнува, значи ве молам само да ми доставите адреса на кој да го доставам одговорите. Значи немаме како да доставиме одговор, ќе одговориме писмено, но ве молам на портирницата во собранието едно листче дека овие писма се од вас со ваша адреса за да добиете конкретен писмен одговор. Јас уште еднаш ќе ги замолам нашите гледачи во своите прашања да бидат кратки, јасни и концизни, се во интерес на емисијата и на останатите гледачи кои што имаат поставено прашање. Прашање до градоначалникот: донесовте планови за урбанизација на Софилар и ништо повеќе. Не направивте никаква комунална инфраструктура. Дали за тоа стои интересот на вашите градежни фирми за продажба на станови кои ги градите? Апсолутно, со лоша инсинуација прашањето. Знаете дека Софилар е цел бесправни градби. Инфраструктурата се гради од комуналиите. И таму од целиот Софилар, секога ќе биде легализирано, ќе се соберат 20.000 евра, а целата инфраструктура на Софилар е преку 40 милиони евра.
Иако е тоа така, знаете дека на неколку пати во текот на годината ги тампонираме патиштата, се со цел да им го олеснеме животот на граѓаните. Постојат закони за оваа работа и апсолутно после легализацијата, тие граѓани ќе мора да плаќаат за инфраструктурата како што секој во градот и во населените места плаќал, за да ги спроведеме позитивните законски процеси. Почитуван господине градоначалник, целосно сте запознаени со проблемите во акционерското друштво Нова стоковна куќа. При нашето среќавање со вас ни обеќавте доколку го смениме извршниот директор на АД Нова стоковна куќа да поднесеме барање за повлекување на вашето издадено решение за градење на санитари и шанк во излогот на стоковната куќа. Сега, како што веќе знаете, дојде до смена на целокупното раководство и затоа научтиво ве прашуваме дали си стоите на тоа што ни ветувавте, затоа што наредната недела ние тоа барање ќе го поднесеме до вас. Мислиме дека тоа што го ветивте и ќе го исполните со почит Ронче Куцуловска и новиот одбор на директори. Вака, значи јас сум секогаш транспарентен и сум објаснил дека како што е поднесено барањето да даде Нова стоковна куќа, така може и да биде повлечено. Лошо е што вака ги злоупотребуват емисиите заради ваши лични препирки, но окей, јас сум тука, нема бегање, тоа е и ризикот кој издегуваме на емисија. Општината ќе одговори целосно согласно закон. Постапете како што мислите, секако дека согласно позитивните законски прописи ќе одговориме како што треба. Зошто не повеќе прашање од еден гледач, зошто нема улично осветлување на улица Браќа Миладинови спроти Алфа банка, поранешен Киро Пиширов и Киро Николчев? Тоа е правото прашање. Има секаде улично осветлување, кај што се поставени, ако има прегорена светилка, обратете се до службите во општината или на систем 48 и ќе излезат веднаш да ја заменат прегорената светилка. Дури некаде ако немало досега од било кој причина, сега сте воочиле и тоа е сугестија, ќе се вгради вандарма за да има ако е досега немало. Прашање зошто не се вработат луѓе во струмишката касарна, зошто не е разработена, бидејќи таму има умрено куче, а и е нацртен крст. Така касарната е под Министерството за одбрана, под државата, значи под владата. Не е под наша надлежност. Предпоставам дека и одговорот ќе оди во исто ваков одговор ќе оди за следното прашање, во насока на следното прашање, до каде стигнате работата со одморалиштето во Сувилаки, зошто не ми ја исполните желбата? Пуста желба, ако е некоја желба, ако во констелација со таа мојата и на поголем дел од граѓаните, ние баравме на неколку пати да биде дадено на општина Струмица. Државата по 17 пат го продава, никој не се јавува во моментот, знам дека течат јавни аукции, ги видов на МТВ, значи јавна продажба тече по не знам кој пат, многу пати до сега не ја купува никој. Ја баравме заради тоа што имаме ингеренции во образованието, ако ја дадат со општински пари да го реновираме, возобновиме Сувилаки, одморалиштето и нашите дечиња, како некогаш јас кога бев 3 пати одев, знам како дете во основното училиште Сандо Масев, да можеме да ги пуштиме и сегашните генерации да одат на настава во природа или на одредено летување во текот на летниот период. Нели ќе градевте кружен тек помеѓу бивши Зик и Јанска река? Нели ќе имаше семафори спрема дирекцијата на комуналец? Тоа се две прашања. Така е, тоа е предвидено во оваа година. Сообраќајните согласности ги добивме. Тендерите ќе бидат скоро време распишени и до крајот на годината и тие ставки од програмата ќе бидат реализирани. Значи кружен тек е бивши Зик, Јанска река и семафори кај комуналец. Почитуван градоначалниче, ве молиме да ни дадете совет како да дојдеме до имотни листови за нашите станови и дукини што се наоѓаат на улици Линденска, поранешен Партизан, градена од бетон, ваш вечен должник на кого му го спасите животот со прекрасните совети. Благодарам, ако сум дал допринос сигурно за вашиот живот, еве да дадам одговор на прашањето. Знам дека пресметката за легализација на зградата е направена, веднаш штом ќе бидат подмирени од страна на сопственикот на самата легализација, ќе бидат издадено решението за правен статус на објектот, ќе биде упишан во катастар и со тоа ќе добиете сите имотни листови. Се надевам дека во скоро време надоместокот за легализација ќе биде платен, за да може да се издаде и решението за легален статус. Се во така наречената стара полиција, сите станари прашуваме дали е во ваша ингеренција да ни помогнете да ја средиме конструкцијата на зградата, бидејќи е во катастрофална состојба. Не, тоа е по надлежност на јавното претпријатие за стамбен и деловен простор. Ве молам, тоа е државна институција, не е под општината. Обратете се таму за да може да помогнат во средувањето на нивниот објект, иако е даден на трајно користење на вас станарите.
Прашање број 1. Маркетот Тинекс, откако работи па до ден денес, својот смет, претежно картонски кутии опаковки од прехранбени производи, ги одлага позади маркетот во еден единствен кош од прилика 2 метри кубни за премина. Капацитетот на маркетот е многу поголем, па така секојдневно сметот завршува надвор од кошот предвиден за тоа. Може ли да им се наложи да набават барем уште 1 до 2 коша како би одлагањето на сметот било во нормални услови? Лично имам неколку пати реагирано од одговорните лица на маркетот, но тие велат дека од комуналната инспекција им е кажано дека еден бил доволен. Повелете, уверете се самите после завршувањето на работното време на маркетот. Согласно законот, тие колку продуцираат отпад, толку мора да имат и кошеви за самиот смет. Не може и комуналниот инспектор да им каже само еден да имат. Не знам, светот има маркети кои се по 10-20 пати поголеми од Тинекс и не значи дека треба да имат само еден кош. Апсолутно ќе им дадам сугестии на комуналните инспектори да дадат решение за набавка на повеќе кошеви за Тинекс и ако има и други вакви простори во градот Струмица. Прашање број 2. Раскрсниците кај поранешна Охридска банка, кај новата автобуска и кај градско зеленило се навистина опасни за минување како со автомобил, така и како пешак. Би требало да се постават семафори. Постои ли таква намера? Да, овие денови правиме заедно со сообраќајните инженери во општината мини кружни текови да видиме макар од времен карактер да ги поставиме за да измериме практичната примена на сообраќајот на овие раскрсници, доколку тоа функционира, тие ќе останат и трајни и можно е да постои варијацијата и да се откажеме од семафорите пред комуналец на раскрсницата. Значи на таа самата раскрсница и на раскрсницата пред Алфа банка ќе ги поставиме кружните текови доколку функционира. Доколку не, во најмала рака ќе ставиме семафори пред комуналец, а делот пред Алфа банка во иднина ќе го решаваме. Прашање број 3 со така од истиот гледач. Во услови на намалени слободни места за паркирање, веќе подолго време некои дуканџи секојдневно пред своите дуќани поставуваат табли, гајби или пластични столови како не би се паркирале возилата под изговор дека очекуваат доторна стока. Таков е примерот со цвеќара Весна, Тинекс, Штипски маркет, кај новиот кружен тек, а се извинувам господине градоначалнику, морам да го спомнам и Зови Промет. Дали може да се преземат некакви мерки затоа што на сите што ги не сите што ги набројав, ама некои од нив навистина права злоупотреба на паркинг просторот. Треба да се оградам Зови Промет кај кружниот тек 7-8 месеци е затворен. Го уништи државната инспекција, толку е. Секако решението на овој проблем ќе го најдеме со воведувањето на припејд паркиралиштата. Општината е во финална фаза на воведување на припејд паркиралиштата заедно со јавното предпријатие Струмица паркинзи и се надеваме дека од почетокот на септември ќе функционира ваквиот систем, каде што ќе се плаќаат паркинзите по булеварите и по улиците во градот Струмица и со тоа ќе си ставиме ред и на овој проблем за кој што зборувате. Група гледачи од стамбената големи прашања, големи. Да, јас повторно ќе напоменам до гледачите да бидат кратки и концизни. Група гледачи од стамбената зграда над Идеја во центарот, сега млечен ресторан. Имаме проблем кој ни смета во мирното живење на станарите, особено сега во летната сезона. Од светлосните рефлекси на билбордот поставен над малата пошта. Од тие рефлекси не можеме ни на тераси да седеме, ниту да отвориме прозорците од спалните за мирно да спиеме. До сега се обраќаме во ова емисија по трет пат. Ние благодариме на неговото завземање, но делумно е решен проблемот. Ако успеа да го исклучи звукот, меѓутоа светлосни рефлекс, ние станарите баравме да бидат свртени кон глобал или 45 степени, бидејќи таму нема да сметат рефлексите, бидејќи глобал има матирани стакли, а од електроинженерот кој го држва билбордот ни рече дека тоа е во собственост на градоначалникот. Од тие причини ве молиме да го решите овој проблем. Светлосниот рефлектор да го сврти кон глобал, на тој начин ќе се реши проблемот на нас 40 на семејства. Ќе видам кој е баш тај инженер. Значи собственоста на Global Media и тоа е поставен со одобрение од шумското предпријатие, заради тоа што е на нивниот простор ставен. Знам дека дадов сугестија, драго ми е што звукот е намален, но за овој дел навистина не сум стручен, ќе морам да проверам дали согласно законот може да се направи вакво решение, да се отстрани, да се реалоцира светлосниот дел или слично. Како сугестија во рете, ќе разговарам дополнително со стручните служби за да знам како да поставим. Господине Заев, дали е можно дека после ваша изјава, кога се усвои и донесе буџетот и програмата за 2012-та, кажавте децитно дека изградбата на канализација во Егејското мало е влезена во програмата за 2012 година и сега се слушаат шпекулации дека нема пари за тој проект. Господине Заев, ве знаеме како човек од збор и човек со европски размислувања, како што вашите резултати на дело до сега ги покажавте. Затоа мислиме дека еден
писмено донесен документ не се повлекува и затоа ве молиме да ни потврдите дека еднаш донесена одлука и усвоена ќе биде извршена во дадениот рок. Благодарам на делумно убавите зборови кои што ги зборувате. Еве вака. Со тоа што сум предложил во буџетот, а Советот усвоил, тоа значи децидна потврда за нашата намера да го решиме овој проблем. И пари се проектирани во буџетот и постојат. Проблемот наидува во тоа што се работи за бесправни градби. Канализациите, водоводите, улиците, тротоарите, уличното осветлување се градат со комуналиите. Трошењето на јавните пари на граѓаните за оние места каде што граѓаните не плаќаат комуналии е ненаменско и незаконско трошење. Побаравме толкување од Законодавна правна комисија дали можеме да реализираме оваа ставка, за да можеме да бидеме покриени по закон. Намерата ни е искрена да со ваши општински пари, на граѓаните пари, ја реализираме таа канализација, а при тоа можеме да одговараме кривично за нејзината реализација. Чим ќе добиеме одговор, ние ќе одиме во реализација на таа ставка. Значи, немаме намера да ја тргнеме од буџет ваквата ставка, сме ја ставиле, токму јас сум предлагач на буџетот како градоначелник, со тоа сум потврдил дека сакам да го решам овој проблем, иако навистина цело мало бесправни градби нема плаќано комуналии, но заради еколошките причини сакаме да го решиме. Ако добиеме позитивно мислење, кога веќе се проектирани средства во буџетот, ќе настапиме за негово решавање. Повторно големо прашање, ќе се обидам да го скратам, значи се явува група граѓани во името на безброј деца, мајки со деца и збунети граѓани за разрешување на проблемот со хаос за кој не сакаме да веруваме дека не ви е познат, бидејќи се случува на едно од јавните места во градот и на кој безбедноста на децата, мајките со деца и сите кои излегуваат во градскиот парк е екстремно загрозена. Предпоставувате станува збор за метежот кој секојдневно, посебно во ноќните часови, присутен пред пицеријата Боните, каде мајките со бебиња во колички се трудат да не ги нагазат возилата или да поминат меѓу неправилно паркираните скапи коли кои се недопирливи, бидејќи тротоари нема ниту милиметар. А улицата е стесната за 1 метар, бидејќи за оваа локација не дошло редот за реализација на деталниот план, кој секако не чини повеќе од загрозените животи на децата и сите граѓани кои овде се борат да се разминат. Зарем не е срамно овде пред споменикот на незаниот јунак на државното знаме секојдневно да се расправаат граѓани кои овде живеат со возачите кои безобразно се паркираат бидејќи и немаат каде. Впрочем, најдете малку слободно време и поминете ноќе и вие самите како наш сограѓанин. Уверени сме дека не може да останете рамнодушни, дека ќе постапите како и многу ситуации во кои по ваша иницијатива да се стави ред. Тоа. Добро, благодарам. Ова прашање стигна кај мене во кабинетот, но беше адресирано за ВИС телевизија. Го прочитав, го знам. И нешто го знам и бев веќе синоќа таму присутен. Значи, тротоари прво има, на зградата кај што е Елизабет пицеријата, доздоле, под самиот, на самото ниво кај улицата има тротоар, каде што оди навистина таму има многу коли, посебно во летниот период, кога луѓето со колата од дома доаѓаат овде ја паркираат и шетат по градскиот парк. Дадов веќе налог на сообраќајниот инспектор и на комуналните инспектори во општина Струмица за да прават штик инспекцијски служби во ноќните часови кога не е нивното работно време за да се обидеме да ставиме ред. Инаку и за делот на паркингот знаете дека и секторот за сообраќај во Министерството за внатрешни работи е надлежен, ве молам и до таму да се обратите. Во рамките на јавните површини ние ќе постапиме, но во делот на бесправно паркирање и узурпација на целиот простор е надлежен секторот за сообраќај за делот на возилата. Ќе успеам да го дешифрирам. Се работи за трим патеката Свети Илија, се јавив кај Виронов, одговорот ми беше даден, не сум ја за таа работа, се јавив кај Бранко Ѓоргиев, добив арогантен одговор во канцеларија кај Палифров, драги, тој пак ми го даде бројот телефонски, ми рече за 2 дена ќе ја завршат работата и од тој бев излежен, но имаат право да излежат бидејќи се со високо образование. Затоа, господине градоначалниче, ве молиме ако можете вие да ја земете работата во своји раце, за да се исчисти патеката од треви и од одрони. Инаку ќе ви бидеме благодарни. Голем поздрав за нашиот градоначалник Митко. Ке земам ова прашање. Ова е доказ колку моите раководители знаат да ме олеснат работата. Ако некој од нив досега завршил работата, ова писмо не може да дојде. На крајот морам јас да ја завршам работата, секако дека ќе дадам налог да се исчисти од треви и израстени површини во делот на трим патеката Свети Илија, сигурно. Бараме да се повлечат масите од ресторанот од жител Струмица, бидејќи се поставени на самиот пат каде минуваме сите станари. Ве молиме да го решите овој проблем.
Ова ќе го земам за инспекцијските служби. Знам дека немам издадено согласност за користење на јавна просторија пред жито Струмица да постапат надлежните комунални инспектори. Често ја критикувате централната власт дека ја избришила Струмица од мапата, а пратениците на ВМРО ДПМН Струмица не прават ништо за општината. Бидејќи и вие бевте 18 месеци пратеник во времето кога СДСМ беше на власт. Ве молам да ми наброите барем еден проект кој вие го донесовте за општина Струмица како пратеник. Сакате да се споредувате, еве ви шанса. Ово прашање, ќе дозволите еден коментар. Значи, жално е ако ве држат сиромашен и да ви го завратат паметот. Јас сум градоначалник и секој четврток давам отчет и во секоја прилика давам отчет што е направено. Впрочем, каде и да се свртите во Струмица, ќе видите што е направено. Прозорецот да го отворите од дома кај што живеете, ќе видите новина направена од градоначалникот. Јас не сум пратеник за да се надпреварувам со пратениците колку кој направил. Но кога прашувате за овие година и 4 месеци, колку што бев јас пратеник, ќе ви кажам што имаме направено во тој период. 40 километра Моноспитски канал, река Струмица и сите канали ги изчистивме. Патот Струмица, Дабиле, Босилово, Секирник, Новосело, се до Ново Коњарево, втор слој изградивме. Во тој период направивме 7,4 километри од патот Радовиш Струмица. Акумулацијата Маркова река, брана, огромна, ја направивме. И можам да наведувам уште еден куп вакви примери. И апсолутно е жално да до толку некој ве инструирал да од градоначалникот прашувате што тоа направил кога бил пратеник. Јас кога бев пратеник, знаат граѓаните што направиот, од пратеник ме избраа за градоначалник. Не еднаш, два пати ме избраа за градоначалник и моите дела се гледат на секој чекор. Не дозволувајте, се надевам дека сте интелигентна и паметна личност, да некој, ако ве држи сиромашен, безперспективен, ви тони државата од сите аспекти, да до толку ве индуцира да поставувате и вакви прашања кои што воопшто не доликуваат на зрела личност. Одиме со прашањата што се случува со второ Б оделение од Општинското основно училиште Видео Подгорец. Каков е статусот нова паралелка, бидејќи се зборува дека функционира без дозвола. Станува збор за паралелка од 22 деца кои кога ги запишувавме ни кажа дека нема согласност од Министерството за неа. Каков е статусот нова паралелка? Група родители. Нема регистрација на паралелки или согласности за паралелки. Паралелката се формира согласно законот и се знае колку е минимум број на ученици, колку е максимум број на ученици. Минималниот број мислам дека е 15, максималниот е 34 и оваа паралелка е нормална паралелка, но вакви проблеми имаме и претпоставам за што се работи. Наставничката нема согласност и заради тоа е под привремени вработувања, како што и 42 во детските градинки немаат согласност. За жал, се уште не даваат согласност, иако изговорот е дека од 1 септември конечно ќе дадат согласност за таа паралелка. Се надевам дека тоа ќе биде така. Паралелката е многу легитимна во состав на основното училиште, Општинско основно училиште Никола Вапцаров или Видое Подгорец, не знам, си функционираат согласно законот со се, но жално е тоа што некој пат, заради тоа што сме најверојатно Струмица, не добиваме согласност, иако паралелката е очигледно, се вие зборувате, децата се тамо, има наставничка која што за жал е дискредитирана и омаловажена во спротивност со сите своји колеги, заради тоа што за сите има согласност и за неа нема. Но продолжуваме со барање на решение на ваквите проблеми. Апсолутно се грижиме квалитетот на настава да биде подеднаков за сите дечиња на секаде. Прашање до градоначалникот. Споредувајќи ги податоците од извештајот на општината и амортизациониот план за отплата на кредитот по МЕА проектот, излегува дека подмирувате редовно рати. Неподмирената сума за состојба 31 март 2012 година изнесува околу 427.000 евра. Зошто касните со отплата на ратите? Дали е точно дека општинската каса е празна и нема намера и нема пари за подмирување на обврските? Апсолутно гледате и вие спомнувате дека редовно ги подмируваме обврските. Првата рата секоја година стига на 18 јануари, втората рата е на 18 јули. Имаме месец до месец и половина дополнителен рок за плаќање на ратите. Ратите се редовно исплатени. Ја очекуваме на 18 јули втората рата за 2012 година, која што некаде со директорот на комуналици даваме задача уште месец дена, до 18 август ќе биде реализирана и ја плаќаме. Впрочем, јас реков, нешто немаме пари, имаме пари, апсолутно, тоа не значи дека треба да ги раздаваме кај треба и кај не треба. Ние сме единствена општина во државата, единствена јавна институција која што прави
позитивен ребаланс заради повеќе пари. И еве предложивме до советниците за 9% изголемување на буџетот, тоа значи дека имаме доволно пари, општината нема доспејани неплатени обврски, ликвидноста е максимална, солвентноста е максимална. Тоа го потврди Moody's, кредитната институција која што секоја година дава кредитен рейтинг на општината, и во тој дел бидете спокојни, не само и вие и сите граѓани. Општина Струмица апсолутно силна, ликвидна, солвентна општина, прва во Република Македонија од таков карактер. Сакам да ве поздравам и да ве прашам дали кога ќе се менуваат кантите за ѓубре во Струмица, бидејќи не се сменети можеби 15 години. Знаете дека долго време го чекавме концесионерот, еве веќе АСА е фирмата со која што се даде понудата пред изборе самата концесија. Се надеваме дека после 1 јули, не после 1 септември веќе ќе влезат со работа заради тоа што очекуваме од нив да има така и во врската, нови канти за смет, нови возила, кои што ќе бидат и во градот и во населените места, и од тие причини не целисходно општината да троши пари за канти за смет, кога знаеме дека ќе дојде концесионерот на кој што му даваме право да го собира, транспортира и депонира сметот, а со врска да ги обнови сите канти и да ги покрие сите населени места. Дали во план да се асфалтира улицата Епименонда Попандонов? Улицата Епименонда Попандонов, ќе ја земам, не можам да кажам точно, заради тоа што навистина се 330 проекти и не знам дали е точно и Епименонда Попандонов влезен. Иако сум прилично убеден дека во тој дел во 8 урбана заедница имаме доста улици, меѓу кои и Епименонда Попандонов, но да не се најдеме на лажа, ќе дадам потврда идната емисија. Кога ќе се поправи уништеното игралиште кај ТВ канал Одвис? Оваа година ќе имаме целосна реконструкција на игралиштето. Впрочем, знаете, и пролета имавме максимално чистење на обраснати треви, замена на мрежата, и ова есен ќе имаме дополнителна поправка. Во моментот се поправуваат детските игралишта, лулашките во градот и во населените места. До крајот на септември-октомври ќе бидат поправени и спортските игралишта, меѓу кои ова. Кога конечно ќе се заврши ископаниот дел кај Жито Струмица, поздрав од цело семејство. Значи, знаете дека сите дупки ги закрапавме, во моментот кон Просеникова се крпат дупки и ќе бидат во скоро време завршени. Овде, навистина, заради тоа што е регионален план, држиме единствено за согласност за вториот слој. Буквално целата раскрсница пред Жито Струмица и целиот булевар Гоце Делчев кон фонтаната, се до семафорите кај Јанска река, заедно со новиот кружен тек има втор слој на асфалт. Целосно ќе биде обновен, таму веќе тротоарот е при крај, се завршува на булеварот Гоце Делчев, значи уште малку трпение. Ова е првиот булевар кој што ќе се реконструира со втор слој, заедно со дупката што е на раскрсницата пред Жито Струмица. Како собственик на парцела во индустријската зона Север, ме интересира дали и кога се планира поврзување на патот од правец ресторант Пала према Агрокор, кој што треба да поминува и низ предавателот на МРТВ. Однапред ви благодарам. Да, овој пат не е планиран за оваа година. Зошто? Заради тоа што знаете, таму се гради канализацијата, есенскиот период општината ќе го изгради својот дел за спојка на канализација, се гради водоводната мрежа, се уште работиме со инфраструктурата, асфалт има само кај објектите кои што функционираат и благодарение на новите собственици кои што направија еден значаен дел од асфалтирањето, заради тоа што таму не се плаќале комунали, сами ги градат инфраструктурата луѓето. Општината со 1,5 милиони денари ќе интервенира за приклучниот дел на канализацијата на цела зона Север, а асфалтот дури не можам да кажам дали ќе биде 2013, 2014, 2015 во наредниот 3 годишен период ќе биде реализирана, и тоа многу зависи од барањето за одобрение за градба од собствениците на парцели кои што ќе бидат поднесени. Ако никој не поднеси барање за градба, немаме ни неопходна насушна потреба за изградба на улицата. Но ако имаме барем едно, ние сме должни да отвориме веднаш улицата заради тоа што мораме да обезбедиме пристап до секоја парцела. Кога ќе се стави втор слој на улица Александар Македонски? Улицата Александар Македонски има втор слој. Дали вакво прашање, улицата Александар Македонски има ставено втор слој и тоа е направено пред 1 до 2 години. Дали кога ќе се асфалтира улица Дојранска? Улицата Дојранска е асфалтирана, има втор слој. Значи, ако е тоа проверка од страна на граѓаните, прилично ги знам работите, заради тоа што ги плаќам на крајот, знаете. Дали ќе се асфалтира улицата која оди од Монополот према Градски парк? Од Монополот према Градскиот парк. Таа улица не е зрела за втор слој, апсолутно. Ако се мисли на улицата 11 септември, нема потреба од втор слој, е прилично во добра состојба. Ако се мисли на другата паралелна улица,
тука се и Наум Наумовски, Борче и Монополска, апсолутно нема потреба од некои втори слоеви, ќе се асфалтира улицата Моша Пијаде, која што поминува пред гимназијата веднаш под подвознакот на градскиот плоштад, се до раскрсницата со 11 октомври улицата, која што поминува баш од Монополот кон градскиот парк, но улицата 11 октомври не е за асфалтирање. Кога ќе се стави втор слој на џебот на улица Крушевска Република? Таму имаме одредени сугестии за промена на одредена мрежа, тоа е џебот на Крушевска Република кај број 29, тоа е влезено во програмата. Есенскиот период ќе биде завршена, заради тоа што мора претходно комуналец да помине со 2 нови приклучоци, како што се сеќавам, или се работи за некоја реконструкција на водоводната мрежа. Оваа година е влезена во програмата, до крајот на оваа година ќе биде реализиран, односно асфалтиран џебот на Крушевска Република 29. Кога е планирана да се стави втор слој на улицата Белкамен и дали е планирано да се прави тротоар на истата? Не, на улицата Белкамен нема место за тротоар. Знаете дека самите куки се со градба до самата улица и таму не може да има тротоар. Тоа е непрометен дел на градот, многу мал е прометот, односно тоа е на крајот на Крушевска Република горе, пред улицата Плечковица. Вториот слој ќе биде ставен некаде август, септември или октомври. Зошто? Таму тендерот беше завршен, изведувачот кога му дадовме понуда за договор да го потпише, не го потпише договорот. Значи таму имаме обновување на тендер кој што во моментот течи како втор тендер. Штом завршиме со постапката за јавни набавки, веднаш ќе пуштиме службите да го асфалтираат. Кога ќе почне да се прави тротоарот на улица Кирил и Методи, дали е ставена истата улица за асфалтирање во програмата? Дел од Кирил и Методи имаме ставено, ќе биде и 5 ноември во тој дел од малата, а делот на Кирил и Методи е планиран да се асфалтира веднаш после црквата Свети Кирил и Методи, значи на горниот дел, заради тоа што долниот дел не е завршен, се до улицата Неретва, каде што завршува тоа према Ловниот дом. До таму е проектиран тротоарот, тендерите се завршени и се надевам во летниот период ќе почне да се изведува. Кога ќе се направи кружниот тек Кајанска река? Кружниот тек Кајанска река ќе се направи во текот на летниот период, најдоцна до крајот на септември. Така е планиран по динамика. Јас сум среќен што сообраќајните согласности веќе ги добивме. Знам дека се подготвува целата фаза за распишување на тендер. Ако завршиме до крајот на јули, август, септември ќе се реализираат и се едноставни за реализација кружните текови. Кога ќе се направи недоправениот дел на корзото? Градското корзо не е почнато, од 19-ката до влезот на Партизан ќе се прави во септември месец. Значи сакаме сега е доста користен од граѓаните да заврши летниот период, штом ќе почне школската година некаде околу 10 септември ќе почнеме со реализација. Тендерот се отвара инаку на 3 јули, мислам дека во вторник за оваа позиција и се надам дека има успешен тендер за да одиме по динамиката и плановите. И последното прашање од овој гледач, до каде е изградбата на Соборниот храм? Соборниот храм досега има 750 кубни метра бетон и 9 шлепери, камиони железо вложено во натре, оди повеќе од очекувањето, побрзо од очекувањето. Им благодарам на изведувачите кои што работат таму и на овој жежок топол период и навистина за овој проект се радувам многу повеќе од било кој проект до сега кој што се реализирал во Струмица, заради тоа што навистина се гради со приватни пари. Многу мал е доприносот на граѓаните, но доправа ќе имаме анимација или реанимација на граѓаните за да дават свој прилог. Целта е, јас се надевам дека до крајот на јули ќе го гледате како расте веќе во површина. Целта е до крајот на есента да имаме некои 20 на метра изградени и ако даде Господ топла зима, до идниот Великден сакаме да го покриеме. Одиме согласно динамиката, Соборниот храм е голем и по кубатура, и по големина, и по височина и се надеваме дека ќе издржиме и финансиски да го завршиме и покриеме. Одиме сега по населените места, барем од она што успеав да видам од овие прашање. Поздрав до градоначалникот од градско Балдавци, сакаме да го прашаме дали и кога ќе биде асфалтирана улицата на влезот во селото? На влезот на селото до мостот е асфалтирана, но веднаш после мостот сега се надеваме дека со ребалансот на буџетот ќе има доволно средства за да ја ставиме за втор слој. Значи улиците кои што се предвидени во програмата ова година ќе се завршат сите во градско Балдовци. Тендерите се завршени, изведувачите се изберени,
А влезот во селото, таа главната улица која што влегува во градско Балдовци, после мостот Борис Трајковски, се до центарот на селото. Ако има согласност од советниците, ќе влезе и таа улица за асфалтирање со ребалансот на буџетот, за да можеме до крајот на оваа година да ја завршиме. Уште едно прашање се дали за истата улица, дали може да се превземе нешто бидејќи кога врнат силни дождови се собира вода на улицата. Тоа е по прашање број 2, дали за истата се мисли? И во градот лежи вода на улицата кога врнат силни дождови, ќе се исцади, тоа би било и побрзо исцадување возможно доколку не е узурпацијата на дворовите направена до самите коловозни ленти, односно до асфалтот, до свеста на луѓето и тука не можеме нешто посебно да направиме. Прашање од Банско, поздрав до градоначалникот Струмичани се Горе Децова, сакам да ве прашам дали и кога ќе биде асфалтирана улицата во центарот на Банско? Таа улица, ако е таа што е влезена во програмата, во текот на оваа година ќе биде завршена, значи во сите села, вкупно 24 кои што се во општина Струмица, имаме 84 улици. Ова година навистина целата динамика ниту знам точно да ја кажам, но знам дека до крајот на октомври треба да завршиме со улиците во населените места, оние што се во сегашниот буџет. Почитуван господине Заев, дозволете сосема накуса да го изнесам мојот револт. Чуден е делот народов тука, плукаат на својот сограѓанин, на сето сработено од таткото на градот, а при тоа гордо чекорат воскитувајќи се на сето сработено. Тоа е очигледно како и инаетот кој никако да ги пушти. Зауздани се кутрите од лудило ВМРО-вско. Се чудам што можам. Неколкумина кутри струмичени може да се избројат на прсти, се туриле у Портокалово, поддржувајќи ги оние ВМРО-вци кои очигледно фатиле длабоки корени в метрополата. Ех, народе, чуден си ми, загулен до даска, тоа ти се вика заведлив народ да му се дзирке на комшијата од дворот за да се куди. И на предлогот на овој прекрасен град не сака да го коментират само затоа што јаречкиот инает не им дозволува да ги симнат протоколавите очила. Овој мој коментар не изускува одговор, секако само си дадов оддишка. Почитуван татко на градов, со почит ја следам вашата заложба, се добро на градов и ова прилика од се срце ве поздравувам, со искрена почит Ивана. Јас морам да искоментирам, иако не е прашање, значи сум човек со душа и со срце и навистина, како и сите други, сакам да слушам пофални зборови. Делат се градат на секој чекор во Струмица, реализирани се повеќе од 1830 проекти во 7 години и навистина тоа е видливо. Убавината на општината водење е тоа што се гледа, тоа што се работи. Еден симпатизер и поддржувач на ВМРО вели: "Авре дечко, ниту те сакам, ниту те почитувам, но се восхитувам на делата кои што се направени во Струмица. И јас знам дека ВМРО-вци не ме сакат, не ме почитуваат. Впрочем, и знаат да ме вреѓат многу често, но знам дека и тие се восхитуваат и се гордеат со она што е направено во Струмица. Оти тоа е секако и за нив направено, не само за некои други." Почитуван градоначалник, поздрав за вас и сакам да ве прашам што стана со земјиштето кај старата автобуска станица. Земјиштето од старата автобуска станица на бетон фирмата е собственост негова, си прави урбанистички проекти, доколку биде готов и има намера да гради, нека се обрати до општината, ние ќе дадеме одобрение за градба. Тоа место, уште од 87 година, е предвидено за колективна зграда. Собственик е Бетон Струмица или фирмата Национал, не знам точно собственоста на која се води. Ако донесат проект за изградба на зградата, општината е должна да го издаде одобрението за градба. И знам дека работат нешто на тоа поле и можно е дека до крајот на есента и да почне да се гради доколку има инвеститор, се разбира. Почитуван градоначалник, сакам да ве поздравам вас, вие ја направивте Струмица од убав по убав град. Сакам да ви дадам една идеја за во Струмица да има надземни улици, како што има во другите светски метрополи. Дали е добра мојата идеја? Добра идејата, јас ќе земам. Чисто да ми биде подсетник. Благодарам на обавата идеја. Посебно јас зборував еден пат за ова прашање, Дженова во Италија решена навистина со надземни улици и убава идејата. Нека има овде. Сакам да ве поздравам и да ве пофалам за тоа што општина Струмица го има направено досега, кога го видов езерцето во градскиот парк, многу ми се допадна и си кажав секоја чест на Заев за направеното езерце. Вие сте човек што го слушате струмичкиот народ, а и сте хуманитарна личност, помагате на сите кои ќе побарат помош без разлика на политичката опција. Струмица се горде со вас и сакаме да ни бидете доживотен градоначалник. Се гледаме во третиот мандат. Благодарам, да сте живи и здрави. Мостот на транзитот на улица Крушевска Република остана неизчистен под мостот, а од каналот подолу од 50 на метри. Кипо го остави сметот. Дали истиот ќе биде исчистен? Ќе земе ова прашање. Не за да одговорам, да направам надзор на она што е сработено и дали е до крај сработено. Оти кај и да ќе стигнат фактурите, ќе сака да им платиме
Поубаво е кога имаме очи од ваш граѓаните за да добиеме вакви сугестии. Дали ќе се прави останатиот дел булевар на улица Климент Охридски? Нема да го правиме, значи освен нови канделабри ќе ставиме на влезниот дел на Гоце Делчев од делот од кај Дабиле веќе се завршени канделабрите, освен замената на прегорени неколку светилки. Во тој дел новите канделабри се целосно поставени, ќе имаме и на Климент Охридски од пројот Крушевска република се до терминалот или раскрсницата кон градско Балдовци, каде што нема светилки, ќе поставиме новите канделабри. Знаете таму дека има нов втор слој на асфалт и немаме намера да го реализираме, заради тоа што левата страна од Жито Струмица кон терминалот е буквално со нов урбанистички план, дополнително ќе се гради и најверојатно тоа ќе остане за некои други години. Оти тука ќе имаме изградба, па не е намерата да новите булевари се уништуваат од гастеничари, булдожери кои што ќе поминуваат по тој дел. Поздрав до градоначалникот од граѓани од улица Крушевска република. Благодарам. Станари Може се од Джебо 29 кој што се не пишува од само од улица Крушевска Благодарам република. на поздрав. Станари од улица Боров Поцков прашуваат мочуриштето на улица Боров Поцков што треба да се изградат спортски игралишта. Дали ќе се градат оваа година? Нема да се градат оваа година заради тоа што навистина таму имаме уште градби на огромен број на објекти. Кога ќе завршат објектите, а спортските игралишта ги знаете дека постојат во Вапцаров. Децата таму од целата оваа населба имаат каде да спортуваат и ова не е приоритет од тие причини. Поздрав до градоначалникот. Во Струмица пред скоро време ни пристигна тројка. Родени се 3 бебиња. Се работи за мајка која имаше патолошка бременост, а таткото беше спортист. Ве молам ако можете да помогнете. Со среќа на изборите и помогнете на семејството, бидејќи таткото е невработен, а е спортист. Пред се честитки за тројка. Апсолутно, таткото уште пред да ги оди има 3 дечиња, беше на прием кај мене, навистина наш кошаркар, спортист и ќе сторам се што можам да помогнам за родителите на Струмичката тројка, истовремено да искористам приликата, после тоа се немаме видено, да им честитам на родителите, да се живи и здрави нашите нови струмичани. Имам доградба на куќа со посебен саат бројило. Наместо да плаќам домакинска тарифа, а тие ми праќаат сметки на улична индустријска струја. Саатот не се употребува. Евана е запознаен со бројилото, но се уште ми праќаат сметки. Го молам градоначалникот да ме упати каде да се обрати. Тоа е само до Евана, нивна надлежност е општината, нема вакви ингеренции. Проблемот може да го решите само директно до Евана. И секако ако тие не го решат, тогаш имате адвокати за да отворите судска или тужбена постапка за решавање на проблемот. Група граѓани од улица Стив Наумов, се уште не е решен проблемот со водата. Имаме слаб притисок. Сакаме да ве прашаме дали градоначалникот може да живее без вода, бидејќи ако е приклучена новата водоводна линија, ние сме без вода. Ние редовно ги плаќаме сметките за вода. Кога конечно проблемот ќе биде решен? Значи, јас морам да одговорам, иако неколку пати е поставено, се работи за комплексни прашања, комплексни проблеми кои што не се решаваат од емисија до емисија. Со приклучувањето на новата водоводна мрежа, заради прстенестото решавање на водоводниот систем во градот Струмица, токму на Стив Наумов и неколку метра подолу, на, не знам, некои 10-17 куки е намален притисокот на водата. Комуналец бара техничко решение со одредено премостување од долниот дел заради притисокот, а не од горниот дел, заради тоа што се јавува овде гап, празнина која што предизвикува недоволен притисок. Ќе изнајдат хидроинженерите решение и во најскоро време ќе го решиме проблемот. Ве молам за трпението и не е само да експериментираме со решенијата, мора да бидат стручно проектирани за да имаме и конечно решавање на проблемот. Коцката од Тинекс према Синоличка требаше да се менува во јуни, но се уште ништо од тоа. Кога планирате да ги менувате? Сега ме држите и до денови, најверојатно. Тоа е влезено во буџетот за 2012 година пред штабот на ВМРО ДПМН, така е, и ќе биде завршен до крајот на ова 2012 година. Веднаш што ми изведувачите ќе влезат во работа. Тендерот е завршен, се надам дека во скоро време ќе го завршат тој дел што е пред штабот на ВМРО или доле пред Синоличка како тротоарско место. Парковскиот дел со голем дел од коцката си останува како парковска површина. Сакам да прашам две работи. Едната дали ќе се поставува чешма за пиење вода на плоштадот, а другата дали ќе се реновира малиот градски парк до собранието. Голем поздрав до градоначалникот. Благодарам на прашањата. Ќе се поставуваат две чешми кај двете фонтани, едната под саат кулата, другата пред Есперантот за пиење чешми, а малиот градски парк во текот на летниот период ќе почне со реновирање на бетонскиот дел
клупички и се она што значи не хортикултурно уредување, а хортикултурното уредување ќе биде подобрено во текот на есента, значи оваа година ќе се заврши малиот градски парк. Господине градоначалник, докога ќе треба да чекаме со водниот канал? Секоја година и цела година ветувате дека општината ќе го среди тој проблем, но не гледаме никакви почетоци со овој проект. Овој проблем го заборавате, а половина граѓани од Струмица се на штрек, се плашат и не спијат ако заврне дожд. Меѓу тие граѓани сум и јас. Ве молам дадете конкретен одговор на ова прашање. Благодарам. Дадов уште во прашањето, водниот канал се гради на крупно, значи само ве молам, поминете кај еден градба, ќе видите, или не знам, информирајте се преку локалните медиуми, на веб страните ќе може да видите, кликнете на општина Струмица, таму имаме слики и податоци до каде е самата изведба, ќе видите какви се градежните активности кои што се работат на обводниот канал. Оваа година ќе заврши обводниот канал. Дали има можност на улицата Маршал Тито од стариот кружен ток па до училиштето до Никола Карев да се постават лежечки полицајци, бидејќи во летниот период се вози премногу брзо? Така е, согласувам, јас се поминувам таа улица неколку пати во текот на денот. Невозможно е заради тоа што лежечки полицајци можеме да ставиме само пред училишта, детски градинки и такви објекти. Знаете дека има два пред средното општинско училиште Никола Карев и понатаму кон кружниот тек не смееме, не дозволивува да ставаме лежички полицајци. Исто прашање такво, дали има опција да бидат поставени барем по два легнати полицајци од двете страни на улицата Маршал Тито од пределот на стариот кружен тек до средното училиште Никола Карев? И второто прашање е што се случува со уличното осветлување на истата улица, бидејќи истото една недела свети, една не свети. Така, има силен дефект таму, нарачени се цели делови на трафостаницата, досега се прави само премостување, кое што апсолутно не трае долго време, пак прегорувате, одат електричари го поправат, додека не стигне целиот комплет на кој што е делот од трафостаницата за уличното осветлување за да биде трајно заменет. Значи можно да се случува и во текот на јули месец. Знам дека после 15 јули се очекува трајно решение на овој проблем. Истовремено полицијата ја гледам дека е присутна на булеварот Маршал Тито во ноќните часови за да го спречи и превенира најверојатно брзото возење. Единствено решение тоа е почитувањето на сообраќајната сигнализација и внимание секако на пешаците. Поздрав до градоначалникот, сакам да прашам дали ова година ќе се прави улицата во градско Балдовци што води од Илија Јанев до Киро Мустачки, бидејќи веќе е невозможно да се оди по него, дури детските игри се невозможни. Однапред ви заблагодарувам. Сега точно по презимињата на вистина 84 улици имаме во сите села. Познати ми се имињата, најверојатно ги имам читано во програмата. Ако сум ја прочитал во елаборирањето на буџетот, тоа значи дека се прави, но дефинитивно ќе дадам одговор на наредната емисија. Поздрав и подршка за третиот градоначалнички мандат. Струмица ве сака, поздрав од Кристијан Трајков. Благодарам, сте живи и здрави. Поздрав, не можев да ве добијам на телефон, ако може да го поставите предлогот на градоначалникот. Дали има услови за зоолошка градина во Струмица? Голем поздрав до вас и до неуспешниот градоначалник. Има услови секако, ова година не е проектирано во буџет, знам дека се прави некој скромен мал дел за зоолошка градина на Чамчевлик од приватни инвеститори, но општината можеби за некој од наредните години ќе размислува за ваква работа. Поздрав до градоначалникот, ме интересира дали е во план тротоарот на улица Младинска, делот од семафорот покрај црвената зграда до раскрсницата со улица Древарска, само овој дел е останат за правење, а е во многу лоша состојба, има многу издигнати и има многу луѓе кои секојдневно се сопкаат и паѓаат. Однапред благодарам за одговорот ако биде даден. Така, таму е предвидено поправка на тротоарот, тоа е бетониран дел, но одредени дрвја со растот сигурно го имаат подкопено, не сигурно го имаат подкопено. Ова година ќе се поправи и повторно уште еден дел кон музичкото школо на Ѓорги Трајков, заедно двата сегменти ќе се завршат во текот на есенскиот период. Пофалби за езерото во паркот, со тоа ќе ожива овој дел од паркот, имам еден предлог, не знам дали е во план да се постават повеќе клупи покрај самото езеро, да може да се наблюдува езерото во седечка положба. Бидејќи веќе гледам неколку вечери, има испоседнато возрастни тинејџери по оградите на мостчињата, така што луѓето не може да поминат по мостот и тоа не е место за седење и мислам ако така продолжи, нема многу долго да не служат и красат, бидејќи ќе бидат уништени. Планирани се и клупи и нови канти во тој дел на градот, ќе бидат реализирани. Благодарам на убавата сугестија и точно е тоа што го зборувате. Значи ќе има нови клупички таму.
Прашање, можеби сме веќе досадни, но сакаме да прашаме за кога е планирано поплочувањето на тротоарите на улица Балканска. Се случува мајки со мали деца со колички да не може да се движат по тротоарот и да се движат по асфалтната улица, па може да се случи несреќа. Затоа реагираме за побрзо да се реализира. Не знам од кое е прашањето. Балканска се реализира веќе 2-3 недели. Улицата Балканска, и тоа е буквално спроти старата пошта, продолжува во целиот дел. Имајте трпение, се работи самата улица со тротоарот на Балканска и се надевам дека во скоро време ќе биде завршено прво едната страна, а после тоа и другата страна пред Евана што поминува. Како ќе се реши проблемот со жабите во паркот, кои што неминувно ќе се јават како резултат на езерцето? Не размислуваме навистина за тоа. Жабите ќе викаме италијаните, ќе ловат најверојатно. Се шалам секако. Има решение сигурно на ваквите проблеми, никој пат не размислуваме што би било ако во иднина се јават одредени аномалии, но во секој случај не водиме грижа уште за работа. Но повторно за езерцето, дали ќе биде дозволено да се ловат риби и повторно да се враќаат назад во езерцето? Нема да биде дозволено. Сакам да прашам, дали е изводливо пред глобал на тротоарот спроти Т-Мобайл на издигнатиот цвеќарник има оставено довод на вода, а до цвеќарникот има и одводна канализација. Па сакам да дадам предлог, ако е можно поставување на фонтана за пиење на вода, мислам дека не е некој голем зафат, бидејќи нема да има копање и крпење, а на овој дел мислам дека ќе од голема полза за граѓаните минувачи, барем сега во летниот период од годината, овде поминува голем број на луѓе преку целиот ден. Се согласувам, но кај Отекс има чешма, веднаш на плоштадот тука под саат кулата ќе има нова чешма и не можеме на сите страни да ставиме јавни чешми. Се согласувам, овој период е доста жешко, идеите доаѓаат во тој дел, но во близината има јавни чешми за пиење на вода. Господине градоначалник, јас како загрижен родител ве прашувам зошто е дозволено влегување на мотори и автомобили на градското шеталиште и во паркот. Каде е тука безбедноста на нашите најмили, тоест нашите деца и нашата безбедност, посебно сега во летниот период кога паркот е препон со мали деца и мајки со колички со бебиња. Зошто нема полицајци или пак обезбедување да не се пуштат мотори и автомобили? Тоа е навистина страшно. Еве, мене лично ми се има случено пред некоја вечер да чекам да поминат два така наречени моторџи со нивните мотори, додека јас до мене ја држев мојата 5-годишна керкичка, а пред мене во количката беше моето 5-месечно бебе, кога пред нас излегоа моторџиите, кои од подвожњакот излегоа и ми го пресекоа патот и се опатија кон плоштот. Ве молам, преземете нешто во врска со ова додека не се случи нешто. И овака јас ќе кажам, Заев е тука и секај Заев се постава. Ова не е наша надлежност. Целосно се согласувам, јас имам мали дечиња, шетам по паркот и навистина така како што зборувате. Ова е целосна надлежност на Министерството за внатрешни работи кои што се грижат за сообраќајот, да не го има автомобилски или со моторчиња таму кај што тоа не е дозволено, а таму не е дозволено по градското корзо. Се надевам дека ќе посветат внимание во овој летен период кога луѓето се излезени на прошетки, за да има по-често присуство на полицајци, како не би биле таму присутни моторчињата и младите луѓе кои што шетат по градскиот парк. Зошто никој не ги спречува запрежните коли да влегуваат во градот и нивниот измет да стои полицијите со денови? Тоа е премногу гнасно и треба да се спречи веќе еднаш. И до кога ќе им дозволуваме на циганите музичари во досните часови да трупат и свират? Например, кај новиот пазар на улица Браќа Миладинови секоја вечер до касно се свире и не се издржува тоа. Ве молам за побрза интервенција. Поздрав. Значи, вака јас апелирам со животот во Струмица секој пат бил на за почет на достоинствено ниво, да внимаваме кои зборови ги употребуваме, мора да си ги почитуваме нашите културни вредности, посебности, а секако и специфики едни меѓу други. Надлежна е Министерството за внатрешни работи, апсолутно за јавниот ред и мир, ќе пријавите доколку тоа континуирано се случува, ќе излезат на терен и сигурно ќе ја спречат ваквата појава, како што се надлежни и за запрежните коли, кои што знаете дека секаде во централниот дел на градот е забрането пристап на тешки товарни возила и на запрежните или конски коли кои што поминуваат низ градот. Се надевам дека почестото присуство на секторот за внатрешни работи ќе ги отстрани ваквите појави за да се почитуваат законите како што треба. Емисијата е навистина добре дојдена за сите граѓани да се информираат за се што не интересира. Јас би посочил на вработувањето во министерствата. Деновиве разбрав дека во Министерството за правда била примена уште незавршена правничка од Свидовица која цело време си ги спремала испитите и се што и треба за факултет за време на работата. Еарно таа клати врата, земи плата, а колку правници со години не се вработени. Фамилиарни луѓе чекаат за работа, а некој одма. Кој критериум се спровел, па
по заслуга на млади сили на ВМРО. Браво, многу заслужува редот и лебот да им го зема на арамија со години и невработени правници со деца. Зарем не треба да се има обзир за тие кои немаат ни педа земја да печелат од неа и некои се да користат во таа држава, кога ќе се стави барем таков ред за вработување и не само партиско, револтирана сум тоа што и јас и сопругата сме факултетлии, образовани веќе 6 години, бараме соодветна работа, таа работи во конфекција, шивачка, а јас обичен работник на смени, неосигурен без ниту еден работен стаж. А некој да си дозволува тоа што го спомнав на вистина иритира. Поздрав и уште еднаш, емисијата е за пофалба што обичниот граѓанин има каде да се пофали или критикува. Сакам да останам анонимен во денешно време. Морете, ја само ќе дам дополнителен коментар. Ако ви кажам само дека на ниво на Македонија 8.000 луѓе седат дома, а зимат плата од министерствата, не ми е целта да ве разочарам, но на вистина тоа е трагедија што се случува во нашата земја и жално е, и треба да знаат дека за овие работи се сноси одговорност и кога тогаш и се одговара. Поздрав до градоначалникот од фамилијата Евтимовски. Во изминатите ваши емисии, поточно во ноември, одговоривте позитивно на нашето прашање дека ќе се изврши пробивање на пат до нашата куќа. Поточно се работи за пробивање на пат од Крушевска до Охридска, позади пекара Сајонари. Се работи за околу 70 метра. Се уште немаме пат и ниту е почнато да се работи на тоа. Ве молам, господине градоначалник, да одговорите дали некогаш ќе се отвори тој пат, зашто секој ден се соочуваме со тешки закани и проблеми додека стигнеме до нашиот двор. Нека дојде некој да види. Некој да види во какви маки живееме и ние. Бидете поздравени. Вака, значи, јас ја прочитав и заради тоа ставивме во програмата, заради присутниот проблем кој што го имате. Стои пробивање на улица Охридска, имотно-правни односи. Имотно-правните односи веќе се отворени за работа. Се надевам дека во скоро време ќе бидат завршени за да ја пробиеме улицата. Знаете дека таму се работи за куќа која што мора да биде експроприирана, платена на луѓето за да може да биде завршена. Дел од таквите куќи кои што се таму и се нелегални бесправни градби имаат поднесено барање за легализација кое што нивно право мора да биде испочитувано до крај, да се дорешат самите предмети за да продолжат постапките за експроприација. Вакви проблеми кои што не се брзо решливи постојат во општината. Зборуваме често за Партизанска, Пиринска, горниот дел на градот. Исто така и таму имаме Охридска, Атанас Невичански и други улици. Не се откажуваме на нив, бавно оди решавањето на имотно-правните односи, но во секој случај ќе продолжиме со напорите за нивно образување колку што е тоа можно. Пред извесно време со велосипеди се качивме на Цареви кули преку Чамчифлик по новиот пат од кај Лозињата. Патот е проширен и убаво трасиран, но се уште не е асфалтиран. Кога ќе се заврши таа инвестиција, бидејќи на вистина тоа представува едно многу убаво туристичко место за спортување и како и рекреација. Драго ми е што ве бендисува, јас сум радосен заради тоа што го реализираме ваквиот пат. Таму трошиме 37 милиони денари, ги видовте сите канали кои што ги правиме за одводнување на патот, потпорни ѕидови и слично. До крајот на јули или 2 август отприлика беше проектираната дата, доколку нема одредени непредвидени пролонгирања, значи тука некаде планот е да го завршиме патот. Јас реков на изведувачите ако може до 2 август, заради тоа што на Свети Илија ќе одат голем дел од луѓето и со коли, отид на вистина таму е блиску до Чамчифлик да се стигне со колите буквално до раскрсницата кон Свети Илија, така да ова би било убаво посетено место. Се надевам дека до 2 август до Свети Илија ќе биде и завршен патот. Поздрав до градоначалникот, би сакала да ми одговори дали се планира некаква инвестиција во Добрејци, на пример парк во центарот на селото, така тротоари, канализација или нешто слично што ќе даде слика дека Добрејци е приградско населено место. Ни го должите тоа нам како ваши гласачи, зашто мислам дека тука има најмалку направено. Ви благодарам однапред на одговорот. Имаме доста направено, водоводна мрежа огромна што чини многу пари е направена, во моментот тече урбанизацијата на Добрејци. Направивме детско игралиште, имаме направено некои 11 или 13 улици во село Добрејци. Оваа година имаме парк, имаме 2 улици за правење, едната е кон млинот кон Жикол, другата е од гробиштата кон Берберот. Ја знаете улицата, тротоарот на главната улица ќе биде направен и се надевам дека ќе почнеме со канализацијата како проект предвиден во Добрејци, Просениково и во Дабиле.
ова година. Значи имаме крупни проекции за ова година. Најголем дел од нив ќе се завршат, а секако сите ќе се почнат. Овде мислам на канализацијата. Канализацијата е двогодишен проект. Се надевам дека есента веќе ќе почне со нејзина реализација, заради тоа што овде добивме грант од Светската банка, 1.107.000 евра за трите села, а и општината дополнително даде 402.000 евра, за да можеме да ги решиме канализацијата на трите населени места. Кога конечно ќе биде саниран патот Струмица Просениково, дупките се многу големи. Поздрав до градоначалникот. Овие денови очекуваме да стигне асфалтот за санирање на патот Струмица Просениково. Кога конечно ќе биде завршено асфалтирањето во Муртино, во Чифлик мало? Значи асфалтирањето во Муртино ќе биде завршено во скоро време и после тоа имаме дури и втор слој на главната улица од чешмата, односно од црквата се до Чифликот. И уште едно прашање од Чифлик мало од Муртино. Зошто патот уште не е завршен, само се искупа и возилата тешко минуваат кога ќе се заврши, затоа што мина многу време и тоа е лошо за нашите возила. Поздрав, се надевам дека Така е. Значи еве ќе ви кажам што е проблемот. Навистина со асфалтот имаме проблем. Не знам, најблиска асфалтна база до нас е базата во Неготино, која што е сопственост на градежната фирма Гранити. Други асфалтни бази има дури во Куманово или во Скопје. Сега имаме нова асфалтна база отворена од фирмата Жикол, тоа е Чалаклика и Валандово, но овие тендери беа завршени пред Жикол да ги отвори базите, така да, заради тоа што Гранит има 33 милиони евра побарување од државата, не може да си купат бетон, за да дојдат благовремено и брзо да ги закрпат дупките или да ги асфалтират улиците. Знам, сум информиран дека се снаоѓаат во овој период и во скоро време ќе стигнат асфалтите да завршиме и ова работа, а да ги завршиме и голем дел од улиците. Значи 84 улици имаме во селата, имаме голем дел на улици и булевари во градот Струмица и се надевам дека во крајно време е да дојдат асфалтите за да може да бидат решени ваквите проблеми. Што може да преземе градоначалникот за средување на сообраќајот на раскрсницата помеѓу улиците 22 декември и Кукушка, место низ кое секојдневно поминуваат ученици од Сандо Масев. За илустрација, во последните 3 години на оваа раскрсница се случи 19 сообраќајни незгоди. Предлагаме на ова место да се постави лежачки полицајци или да се означат пешачки премени. Група граѓани загрижени за состојбата во сообраќајот. Така е, предлогот е во ред. Тоа е навистина прометна улица. Од овде луѓето одат до Министерството за внатрешни работи, до градските гробишта, целиот дел го поврзува овој дел од градот и навистина лежачки полицајци не може да се стават, но означување со пешачки премини и сообраќајни знаци секако да ќе направиме напори да биде завршено. Нема да одговорам на редната емисија, но како сугестија е добре дојдено за да преземеме решение. Голем поздрав од жители од село Добрица, ни интересира дали кога ќе биде асфалтирана улицата од Млин Поце до Жикол, дали е планирана канализација и плин во село Добрејци. Однапред благодарни. Значи, ова година влеза на ова улица, дополнително имаме уште една улица, ќе биде завршена во текот на годината. Секако, канализацијата се надеваме дека Светска банка во скоро време ќе го распише тендерот за избор на изведувач. Таму направивме дополнителни барања, има за геометриски елаборати заради експроприациите да бидат приложени со детална разработка. Тоа е веќе завршено и се надевам дека есенскиот период или до крајот на годината ќе почне да се реализира канализацијата во Добрејци. Гасификацијата се уште не е предвидена во населените места. Дедославе, има напишено едно обемно писмо, односно, не знам, тука и ги лови грешките, само накусо ќе се обидам. Една работа не ми се допаѓа, тоа е тргнете од собранието, па надоле ќе видите. Првата собирна шахта е за 5 см крива од тоската, втората 10 см, да не набројувам многу стручно. Фугите на плочките десно на крај ичне чинис, појот со доќаните, улицата Благој Мучето за што е? Јас мислам дека е за пешаци, кој сака со мотор, има од каде. За кафолињата има прилаз од 3 мести, од улицата од до гимназијата до Ѓулето, улицата за зградите, улицата од Партизан до библиотеката. Дури напишал во наредното писмо, ќе напишам на што личат тие. Значи, ќе предлагам следното, да се постават знаци забрани на сите возила пред влезот на споменикот на Благој Мучето, ако и тоа е споменик, тоа е под 1. Под Б, ако тоа не успее, направете зид од 10 метри од споменикот до кафаната со широчина од 1,5 метри, ако и тоа не успее, во наредното пишување ќе најдам решение и јас почнам да пишувам што не ми се допаѓа
тоест колку лошо се изведени и контролирани некои работи. Со почит до Славе, колку толку успеав да го прочитам твојот ракопис. До Славе со лупа, ако барате по нас ќе најдете грешки сигурно. Ама огромен е плоштадот, сигурно ќе најдете грешки ако требате барате начин како да ги најдете фугите ако не биле доволно затворени. Знаете, таму не може да изградите од Благој Мучето до кафаната Дион заради тоа што мора да оставите простор и за бржа помош, и за противпожарно возило, и за не дај Боже било каква интервенција. Јас зборував за ова прашање, само МВР да биде поприсутна, нема да има сообраќај од моторчиња или коли. И апсолутно секоја сугестија која е добронамерна е убаво да ја имаме, но сообраќајот на градското корзо е забрането уште од собранието, како што велите ако тргнете надолу по Благој Мучето по градското корзо имаме 3 алуминиумски шипки кои што стојат натре, 2 пати ги кршат и ги градат, ги мениме постојано, се со цел да бидат завршени, се одвртуваат само за доторна роба, клучот е во портирот во собранието, значи се убедуваме да ставаме ред, ама зависи од сите нас колку си го чуваме тоа што е наше заедничко или на нашата општина. Кога ќе се заврши започнатата улица покрај бањата на некогашна ЈНА? Тоа е првото прашање. Кај беше бањата на некогашна ЈНА? Тоа е улица Струма, претпоставувам. Тоа е делот на касарната, таму е нема која друга улица, поранешна ЈНА. Ако е улица Струма... Значи започната улица покрај бањата. Така е, започната е, се ставени и вечнаците, дел од улицата е тампонирана, 2 двора беа спорни, се експроприирани, платени од страна на општината. Се надевам во летниот период ќе биде реализирана, ако не до крајот на годината, мора да биде завршена. Дали ќе се проширува улицата што минува покрај касарната и полицијата, која е доста оптеретена и тесна? Имаме деца и е многу небезбедно да се движат. Тротоарите пред касарната се широки колку и самиот пат. Се надеваме на разбирање. Нема да се проширува таа улица. Предвидено е улеснување на делот на градот со изградба на улица обиколница околу касарната покрај Светилискиот порој од двете страни. Тоа решение по генералниот план е проектирано слично нешто како поројот Крушевска република од двете страни, се со цел да го релаксира и целосно сообраќајот во овој дел на градот. Тоа ќе се реализира некој од наредните години. И последното прашање, градоначалниче, за оваа емисија. Јас сум стар струмиченец и Чамлъкот ми е омилено место во градот. Со нетрпение чекам да ги пробиете пристапните улици во Урбан блок 25 и 26 и да побарам веднаш да купам плат за да изградам семејна куќа. Ве молам, кажете ми, кога ќе се отпочне со пробивање на улиците? Со почит, стар струмиченец. Значи, веќе луѓето за експроприација да ги добија писмата од имотно-правните односи, овие денови очекуваме конечната финализација на решенијата за сметките, да им ги платиме. Елаборатот од геометрите за пробивање на патиштата е доставен во општина Струмица. Ако немаме некој спор да некој не се согласи за плаќањето на неговите 7, 9, 12, 15 метри квадратни, ќе мора да одиме на суд, но досега немаме ваков случај, заради тоа што навистина сериозно се плаќа за делот на експроприацијата, 800 денари од метар квадратен е тоа. Согласно кризата не постоje такви цени, се надевам дека сите ќе се согласат. Ако се согласат, уште ова есен ќе имаме пробивање на патиштата, а веќе горниот дел го градиме целиот пат, што е двата пата кон Попчево, и тоа е составен дел на Урбан блок 25 и 26. Градоначалниче, мислам многу повеќе прашања од оној прв дел кој што по време барем потрошивме. Мислев на фудбал, има вечерва и нема да има интерес од прашање, но сепак така. Има некој за фудбал, има некој за општината. Да, но се интересираат граѓаните и остануваат приврзани за ова емисија со прашања кои што сакаат лично да слушнат од вас. Јас ви благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата Отворено со градоначалникот. Следниот, односно последниот четврток во месец јули ќе одговорите на дел од прашањата кои што беа. Тие големите директно ќе одговорам на граѓаните што ми достават адреси. Имаме овде и дел сугестии, тоа што е за одговор, наредната емисија граѓаните ќе го добијат. Јас ќе ги замолам уште еднаш нашите гледачи да постават кратки и концизни прашања во интерес на емисијата, но и останатите. Јас замолувам да не преку оваа емисија се препокуваме едни со други, или ако постојат некаде непријателства, ајде сега преку емисијата ќе ги вадиме. Не е смислата, знаете, после тоа ќе викаме сите зошто политичарите не доаѓаат на отчет. Заради тоа што ги одвраќаме ние. Значи, тука сум стварно да дадам отчет за општината, она што е мојата надлежност. Колку бидеме поконцизни, пократки, толку и на повеќе прашања ќе одговорим. Ти благодарам, градоначалниче, на вашето гостување. Вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не седевте и со работката што имавте преку поставање на ваши прашања. Пријатна вечер.